Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитни гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. 8 интервју со Филип Петровски, повеќе од 1 милион прегледи, нацртана целата политичка ситуација и политичка разврска во Република Македонија со мноштво пикантни, ексклузивни информации. 1 сат и 45 минути, станете со нас, сигурно нема да зажалите. Биете мембари. Во вторникот имавме политичка анализа со работен наслов "Бура на Бихачка, кој сака да го смени Димитар Ковачевски". Претходната недела имавме една ексклузивна анализа за пукањето Раде Штекли, кој стои или кој би можел да стои за тоа пукање на Раде Штекли. Значи сите информации од политичката, од криминалната, од бизнис сцената, олигархија, све што се случува во Република Македонија, биете мембари, 150 денари месечно. И секоја недела, односно секој вторник 20 часот и 30 минути, ексклузивна политичка анализа. Добро вечер, Филип Петровски, 6-7 емисија во Центар во последните 3 години. Мислам дека е 8. 8? Да. Добро, веројатно некој не сум ја евидентирал како што треба. Не се добро и ова. Не се добро и ова. Значи 8 емисија повеќе од 1 милион прегледи, не ги сметаме тие емисии кои се снимени пред 20 години. Пред 20 години или пред 10 години. Кога се вратив од Њујорк. Кога се вратив од Њујорк, како се вратив со мотор? Се вратив од Њујорк преку Атлантикот. Со ракета на Елон Маск. Бидејќи тоа беше настан тоаш на тие 4 години, Филип Петровски купил мотор. Денес луѓето купија авиони, камиони, хеликоптери, што ли не направија, меѓутоа беше настан Филип Петровски. Куќи по Халкидики. Куки по Халкидики. Ги снимаа во Халкидики. Се амнестира од криминали милионски. Се Горан Стојков вели не било Халкидики, туку било Солун. Дека бил еден поранешен. Ја мислам дека е и Солун и Халкидики. Дека еден поранешен градоначалник, тамо некаде југот на Македонија, еден поранешен пратеник некаде централна Македонија, снимени во оној делови што се во судскиот процес за шпион. Не се само двајца од ВМРО, повеќе се. Еден пратеник кој работи. Тројца се најмалку таму. И двајца кои гледат. Тројца најмалку се присутни, но се вратам на моторот. Тие тројца сите беа кај вас во Унија на млади сили? Да. Значи вие кадровски ги екипирате, кадровски ги селектирате и кадровски ги форсирате или не? Кај мене беа, не, ја не форсирав никој. Едниот од чатурот му се слоши, нели? Да, му се слоши. Ама добро, он е нежен, со нежно здравје. Он е нежен, он прво не ни веруваше во идејата на шаторот, нити на протестите. Осети дека има внимание шаторот од јавноста и се бутна во шаторот колку да биде дека бил тука. И тоа после кај доста Димовска јако го наплати и до ден денеска е функционер. И мислам и во иднина ќе биде функционер. Он знае како да му влезе на Мицковски, знаеше како да му влезе и да остане во внатрешните органи кај Груевски, 15 години, значи. Сведок сум дека му праќаше дури кога беше во Германија, нели, он беше стипендист на германците. И едно време кога беше и војната 2001 и после тоа беше отиден таму. И од таму му праќаше мејлови и така натаму. Таму храбро се бореше. Да, храбро се бореше за Македонија. Идеи имаше, вака да прави. Подршка даваше, како е $2 ќе дајме за Македонија, $5 ќе дајме за Македонија, името немојте да го давате, да ја чувате Македонија, да ја имаше тогаш во тој период после, нели, се сликаше по планини со 16 краки сонца. Така и се сликаше со крака. За претходно бугарските да ги заборави. Мислам, тоа е конјунктурно. Каков е моментот, така се однесува. Халкидики, например, што е. Значи, јас немам ништо против, што сакат нека прават, тоа си е нивна работа, секој има право својот живот да го живее. Имам проблем со двојните вредности, со двојните стандарди. Кога се кажува една работа или кога се залагате јавно за една работа, всушност во приватниот живот правите сосема различно. Тоа се двојни стандарди кои генерално ја уништуваат Република Македонија, бидејќи ние се имаме претворено во држава на класични двојни стандарди, вклучително и прашањето со Бугарија. Ја потекнувате од таа партија која секојаш била обвинувана дека е пробугарска партија, дека е финансирана од Бугарија. Иако се има една идеја дека и Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски се дел на грчкиот, а не дел на бугарскиот свет во Република Македонија, едниот со правење, а другиот со неправење, меѓутоа кога ќе видите во мандатот едниот сме биле најблиску до решавање на проблемот со името, во мандатот другиот толку го имаме заострено проблемот со името што сме добиле вето во Букурешт 2008 година, но тоа е тема за некоја друга емисија. Значи, и обширна тема, да. И обширна тема. Тога ми со Грилакис разговара. Значи целиот тој комплекс на Александар Македонски за антиквизација,
Ете, како одеднаш те успеа идентитет да сменат, говориме за грците. И тој ми го објаснуваше тој модел како почна 80-те години, го почнал во Македонија, но го завршува во Австралија, кај што најмногу фаќа корени целиот тој модел. И Лјупчо Георгиевски, антиквизацијата почнува да ја става во контекст на ВМРО, па доаѓа Васил Турковски, на краја завршува Никола Груевски, но тоа е, велам, тема за некоја сосема друга. И тоа е мощно интересна тема и таа тема треба да се објасни, може треба да интервјуираш и неколку историчари и да направиш еден поинаков тип на емисија. Овие работи ја интересираат јавноста и мислам дека многу треба да се чачка. Знаете што е проблем, господине Петровски? Например, Иво Банас, покојниот Иво Банас, почина некаде пред 2 или пред 3 години, кој прв ги отвараше тие прашања. Второ беше Хрват. Хрватите имаат секогаш некои односи блиски со Македонија, ВМРО, ХДЗ, усташите, всушност создавањето на усташите нели е дело на ВМРО, нели? Тие тренинзи кои ги прават во Маđarска и во Унгарија. Во Унгарија, кај што сега нели. Па имаат и унгарски пасоши при убиството на кралот. Унгарски пасоши. Многу луѓе не има јасна улогата на Унгарија, меѓутоа таа историски се провлекува до ден денеска. Таму имаме Австро-Унгарија, ние тоа го забораваме. Австрискиот дел кој стига до Албанија, правењето на албанската нација, албанскиот јазик, сето тоа нели од австрискиот двор. И Унгарија до Цариград. И Унгарија до Црноморе. Значи тоа се две глави на едно тело. Тоа биле толку јаки кралства што не можело да се земе едно име, затоа е земено Австро-Унгарија. За да се потенцира дека има равноправност на кралствата. Тоа што луѓето не го знаат, медиумскиот систем на Виктор Орбан, кај што овие медиуми под контрола. 500 медиуми. Овие медиуми што се сега под контрола нели на ВМРО ДПМН, кои ги нарекуваат олива или маслинка медиуми, начело на тој систем надвор од Унгарија до пред една или до пред 2 години беше главно уредничка на еден медиум во Бугарија кој беше финансиран од Маđarска. Значи во Бугарија. И кога веќе видите каков е односот на Унгарија на Верхелј кон Бугарија, благонаклоноста кон Бугарија во однос на македонското прашање, сосема јасно нели во кој правец одат сите тие работи. Луѓето на Орбан имаат типично монархистички пристап. Значи они кон териториите кои што некогаш биле во Австро-Унгарија, односно под унгарскиот дел, се однесува како и денеска да се под нивна надлежност. Босна, Додик, Србија, Бугарија, Романија, па гледате дека се појавува предшестовни Словачка и во Македонија. И Македонија. Да. Значи они се уште го имаат тој ментален склоп и размислуваат како што впрочем размислува и Ердоган на Отоманското царство. Како што впрочем Путин размислува на Константинопол. Сите они мислат во термини кои што еднаш во историјата им биле Тоа се империалистички, тоа се империалистички држави со одредени империалистички стремежи, империалистички можеби и локално, нели локално тука. Унгарците и бугарите се слични, бидејќи имаат некоја слична траекторија, доаѓаат таму од азијските предели, едните успева да го унгаризираат словенското население во панонската. И единствено нивниот јазик е од друга група на јазици. А бугарите се словенизирани од страна нели кој доаѓа тука, хановите нивни и така натаму се словенизирани, што значи дека потекнуваат, имате на иста траекторија, меѓутоа различни резултати на крај на денот. Меѓутоа мислам дека Крестоен Христоф од село Дъмбени во неговите дел има како сме го спомнувале, има како унгарскиот амбасадор во Бугарија давал пари за ВМРО, за историското ВМРО. Значи они финансирале, правеле, континуитетот се гледа. Континуитетот до ден денес се гледа. Да. Дури еста така чудна организација. 30 дена организацијата чека да соопшти дека е убиен Тодор Александров. Дури после 30 дена организација. Сокриено е телото. Дури после 30 дена организацијата. Истата приказна прават со Владо Черноземски, сценируваат на Пиротска атентат. Овие работи македонската јавност не ги знае. Не. А мислам дека македонската јавност треба да биде информирана за вакви некои работи. Ние сме на YouTube, тоа бара големи пари, големи финанси за да можеме тоа да го откриеме, да го снимеме, да го направиме. Но добива на вредност. Добива на вредност. Владо Черноземски, они сценируваат атентат на Пиротска во Софија, после 30 дена по истиот принцип како што е информирањето на Тодор Александров ја информираат јавноста дека е починат Владо Черноземски и подоцна србите не веруваат кога телото на Владо Черноземски им се наоѓа по атентатот во Марсеј. Србите тука се во бунило бидејќи сметат дека е почина, дека е убиен Владо Черноземски, дека е извршен атентат на Владо Черноземски. Многу сериозна спремност за конспирација. ВМРО било
страотно добро поставено како организација, многу опасна организација. Значи, тоа не била организација како овие денешниве што веат знаменца. Они убивале, вршеле терористички напади, жртвувале собствени животи. Преживел НКВД го преживува. Мајскиот договор, НКВД, руското влијание, доаѓа Ванчо Михајлов, успеа да преживее до 90-91 година секој руски обид, бидејќи човекот можеме да му препишеме се и се што. Бугарин, ваков, онаков, начело на терористичка организација, меѓутоа секојаш бил прозападно ориентиран. И бидејќи бил прозападно ориентиран, му возможиле во Рим, во близината на Ватикан, да доживее длабока старост и да почине во длабока старост. Преживел удба, од ретките што преживел. Инаку удба му била на трак. Дознале кај живее Ванчо Михајлов, поставиле оперативци во истата зграда, го наблюдувале која му е дневната рутина, точно знаеле што прави и заклучиле дека нема потреба да го ликвидираат. Ќе го ликвидирале. Тоа го има во досијата. Тоа го имам со знанието јас од повеќе извори, бидејќи овие се теми кои што ме интересираат и сум разговарал со луѓе кои што се директно во контакт од тоа време, кои што знаат кај е неговата архива и така натаму. Правен е обид да се земе архивата, да се објави Македонија, Швајцарија на Балканите и така натаму. Има комуникација во текот на 80-тите години, крајот на 70-тите, почетокот на 80-тите, па некаде до крајот на 80-тите години со Рајна Дрангова, тоа е познато семејство, Дрангови и така натаму. И таа води на една од средбите со Ванчо Михајлов, тогаш под контрола на бугарската држава, организирана таа средба. Јас мислам дека он цело време под контрола на бугарската Рајна Дрангова е дел на бугарското разузнавање, значи под контрола на бугарското разузнавање и во центарот на Софија, значи во центарот на Софија има одредена продавница кај што се продаваат капи, шапки што ги кажат бугарите. И тој што ги прода капите или што ги прода шапките е соработник на бугарските служби. На бугарските служби. Како се вика? Но има комуникација и со Ванчо Михајлов. Значи е соработник. Значи човек кој е уфрлен и кој му ги каже информациите. Доаѓа Дранго, му пренесува пораки на Ванчо Михајлов и тој се прави дека не го познаа шапкарот. Умира после 1 или 2 години човекот кој прода шапки во центарот на Софија и на втората, на третата средба Ванчо Михајлов вели на Дрангова, почина тој шапкарот што беше во центарот на Софија. Што сака да ја каже веднаш дека знае дека ја испраќа бугарска држава, дека испраќа бугарска држава. Само да кажам, каква структура? Тоа е неверојатна структура. Конспирација, структура, значи тоа се страшно. Значи таква структура немаат ни србите, ни хрватите, никој нема таква жестока структура. И вие завршивте Халкидики. И ние завршивме лажни демохристијани. Вие завршивте Халкидики. Ама за среќа јас не завршив така. Фала Богу. Но дигнаа рака на мене. Дигна рака на вас. Сакам да ја прашам. Ќе дојдам до тоа. Сакам да ја прашам. Ќе дојдеме до тоа. Добро е ова околу Ванчо Михајлов малку да подискутираме, затоа што он по моје мислење е цело време под контрола на бугарската држава. Но не ги сака, убиството на Протогеров. Но не ги сака комунистите на пример. Да, добро, они идеолошки, значи идеолошки драматични идеолошки е поделено и на левица и на десница и тој период. Но е под контрола на бугарската држава и убиството практично на Протогеров е, мислам, договорено за да ја преземе организацијата, затоа што ВМРО во тоа време, како таква страшна организација, опасна организација, било подемократско од денеска. Имало тројца членови на ЦК, тоа сега ЦК-то од денеска и значењето на ЦК како термин во тоа време е различно. Тие биле со врзани потписи и морале да се усогласуваат за да ја водат организацијата. Тоа е направено токму за да нема султанат, да не се одметне некој на врвот на партијата, туку да имаат еден капацитет да преговараат. И кавгата со Протогеров и одлуката на Ванчо Михајлов да го убие Протогеров е околу организација на Конгресот од 28 година. И околу прашањата како треба да делува ВМРО. Овој вика Протогеров да се вратиме на терен, односно во окупирана Вардарска Македонија, а овој делува од Софија. Му вика ти идејата на ВМРО е да бидеме внатрешна организација внатре во Македонија, што Ванчо никогаш не бил. И кога почнале да се расправаат околу Конгресот, Протогеров му рекол нека си направат ограноците покраински или локални конгреси да делегираат делегати. Значи, тогаш имало уште поголема демократија отколку сега. Сега ги назначува Скопје, сите делегати кои што ќе го изберат човекот што седи во Скопје. Сега они кога се само ти кажам многу интересно. Значи, и они прават листи. Кога Ванчо видел дека ќе изгуби на Конгрес, се одлучува да го ликвидира. Значи,
парадигмата конгрес на ВМРО. Значи, ВМРО ДПМН е иста и ден денеска, тоа сакам да ви кажам. Значи, конгресите ви се на некој начин ДНК на вас кои сте. Конгресите, конфликтите околу конгресите, да. Вие сте уште ВМРО, така? Не, ја не сум. Јас сум ВМРО-ец, но не сум член, не се чувствувам член на ВМРО ДПМН. Посебно по обидот за убиство врз мене. Добро, тоа два пати окажувате во емисија, обид за убиство. И нема ништо. И нема од полицијата. А има истрага. А молчат. Има истрага? Да. Молчат. Вие сте биле на вие сте биле на разговор, се разговарале со високи представници на македонската полиција. Имате дадено одредени сомневање, го имате опишано фоторобота направена на паѓачот и одеднаш исчезнува 22 секунди од нападот. Значи он има 20 дискови, комплетно целата зона кај што е нападот, има бензинска пумпа, сите дискови ги имаат. Има шопинг центар. Образложението што ми се даде во полицијата беше дека при транспортот на видеоматеријалот не се пренеле убаво тие 22 секунди. Тоа е покривање. Значи ја ќе кажам, тоа е покривање. Јас имам една теза. Тоа е нели оној систем на заробена држава кој ние го дефиниравме. Всушност не го дефиниравме ние. Каде што партиски апаратчици се дели од МВР. Не го дефиниравме, ние го дефинираше Европската унија, нели? Тоа беше флоскула врз база на која е спроведена шарена револуција и рушење на Никола Груевски. Вие нели објаснувавте во некои од тие претходни емисии дека го правите дубло или центарот за комуникација или за некомуникација или за компромитација кој сега нели децата всушност се користат или чедото се користи против или за напади на човекот или за таткото кој ги има формирано. А не знаат. Да, веројатно и не знаат. Меѓутоа гледате тој систем или таа флоскула на заробена држава е искористена за шарена револуција. Меѓутоа таа заробена држава не е демонтирана. Не е демонтирана, немокта на СДСМ е дека не успеа да демонтира таа заробена држава. Знаете, постојано СДСМ е неспособна партија. Ја не може да демонтира таа длабока држава. И ви се случува сега, имате убиство во Скопје или имате пукање во Скопје или било што друго во Скопје или било каде во Република Македонија. И бидејќи не е демонтирана таа заробена држава првенствено во структурите на Министерството за внатрешни работи, медиумите под контрола на ВМРО ДПМН први ги добиваат фотографиите. Први ги добиваат информација, бидејќи тоа е систем на Viber групи кои се поврзани, кои се ги даваат тие фотографии и така натаму и така на. Тоа покажува дека тој систем на заробена држава во моментот е поселен од системот на држава на СДСМ. Дека не успеале во 5 или 6 години ништо да демонтират, ништо да не направат. Веројатно затоа и тие заслужуваат да бидат симнати од власт, а мислам дека ВМРО треба да биде забранета како политичка партија. Мој став е тоа веќе 20 години, кажам. СДСМ треба да биде поразена и симната на избори, ВМРО треба да биде укината како политичка партија, точка. Нешто ново треба да се роди во оваа држава. Значи, они каков систем имаат? У МВР нели имаат систем, тоа се неколку институции, обвинителство, судови и така натаму, имаат затворен систем каде што се внесуваат истраги, имиња, записници и така натаму. Во Белата палата веднаш по направен записник на ниско ниво во полицијата ги имаат имињата кој поднел пријава, кој е сведок и така натаму. Тоа е таа заробена држава. Значи веднаш ако знаат кој е сведок, че ја посочувам некој што е сведок за закана. Автоматски кога ќе се искуца тој записник и подпише и внесе во системот, дојава имаат од локалните полициски станици кој бил име и презиме и така натаму. Веднаш се јавуваат на луѓето со закани. Ке ви што ќе ти направиме или знаеме кој ќе дојдеме на власт. Знаеме дека си бил. Кој ќе дојдеме на власт. Доволно има луѓе кои што не се храбри, викаат мене ми е страв. И се повлекуваат. Меѓутоа јас ги направив сите потребни лакмуси. Државата ја известив, поднесов пријави и понудив сведоци. Јас точно знам дека вие имате информирано државата. Точно знам дека вие имате одредени разговори. Точно знам формулацијата дека неговите го нападнаа, вашите ве нападнаа, вашите поранешни, нели? Со партици бидејќи велите не се чувствувате дел на Не, веќе не. На ВМРО. Мислам, некој што пробува животот да ти го одземе или такви напади, нема зошто да бидам дел од тоа. И нема финале на таа истрага. Но имате постојат нови закани, имате судски процес. Сега судскиот процес е нов елемент. Вие го објавивте некаде пред 10 дена, тој судски процес врз база на некоја ваша изјава во емисија која
на неколку дена после изборите на 15 јули 2020. Не знам дали имате право да говорите за тие работи, дали тоа го дозволува судски, па не знам дали го дозволува. Не ме интересира. Правото на слобода на говор, правото на слобода на говор ме загарантирано, јас смеам да зборувам. Има таму одредена формулација дека тие вас ве обвинува дека поради вашите неточни тврдења, а тоа е одредено тврдење дека како е можно демохристијанска партија да се користат одредени сексуални блуд и разврат за напредување во партијата. Ама тоа не се однесува само на нив, него и на СДСМ. Не е важно. И тие ве тужат. И една од формулациите не го носите колку што. Не, ма го имам у глава. Да, една од формулациите е дека на сајтот ќе објавиме. Една од формулациите е дека вие со вашите тези и ставови сте го нарушиле коалициониот потенцијал или капацитет на ВМРО-ДПМН, кој тогаш можела да направи влада во коалицирање со други политики. Сте им го расториле планот. И тогаш навистина ВМРО можеше да направи влада. 2 недели го немаше нигде Зоран Заев. Зоран Заев тогаш водеше целосна кампања против Али Ахмети, треба да биде пензиониран Али Ахмети. Имаше проблем како СДСМ и ДУИ после 15 јули 2020 година да направат влада. Тогаш ВМРО-ДПМН со 49 пратеници можеше да направи влада со ДУИ. Но не беше победник. Не беше победник, но не беше ни СДСМ победник на 11 декември 2016 година. Така да тој принцип победник на победник се растори, тој конфликт помеѓу СДСМ и ДУИ на некој начин оставаше простор. Мислам дека ВМРО почна да преговара, па застана, па тој доби мандат од Централниот комитет да преговара, но вие излеговте нели со став и со емисија и им го нарушивте, им го срушивте коалициониот потенцијал. И кумулативно, бидејќи сум им го нарушил угледот во собрание, и не успеале ни влада да формира. И ви стегнаа тужба. Да, тоа да не е небулозно, да не е идиотски би било смешно, ама е и смешно и идиотски. Кој е поднесол тужбата? Јас сум у дилема, ВМРО-ДПМН е застапувано од Христијан Мицковски. ВМРО-ДПМН, че Христијан Мицковски поднесол тужба. Против мене, да. Има ли нешто Христијан Мицковски лично против вас? Бидејќи знаете ова може да го објасниме и политички. Кој лична вендета. Да, ова може и политички, меѓутоа никој политички не бидел толку до крај. Некого да денунцира, физички да уништи, да нападни, судски да уништи. Значи тука мора да има некој личен мотив. А знаеш што, Васко, ја мислам дека тој човек е неспособен да биде лидер. 1000 пати сум кажал дека е поставен на фалц конгрес. Мислам дека е најголемата грешка на Груевски. Мислам дека е основната карика што беше потребна на системот за да се смени името и уставот. Требаше таков човек. Оној Антонио Милошовски, што ја отворивме емисијата, пред конгресот во 2017 имаше зборено по делегатите Филип ако дојде на чело на ВМРО ќе има војна. Значи вие го имавте оној настап вечерта или ноќта на долгите ножови пред Државната изборна комисија која е сместена во зградата на Паранешна НИП Нова Македонија, вие и Валентина Божиновска, всушност бевте последната брана или последната одбрана за Никола Груевски. Значи не за Никола Груевски, туку за резултатите од изборите во декември 2016. Тогаш требаше да има некоја прегласување во Тетовскост, таму кај што требаше дали ќе биде 52-48. Беше 51-49, ако се поништеше еден избор. Желено ли беше? Нема држи за збор. Значи едно од тие изборни места можеше да доведе до 50-50 и да се изедначи резултатот. Ја не се штедев за ВМРО-ДПМН. Бев контактиран. Тоа го бараше некој од вас? Кој го бараше? Директно Груевски, да. Добро, ама вие Никола Груевски никош не сте биле блиски. Па ние имаме контроверзен однос. И кога Никола Груевски да речеме му гори, или кога му е кариерата донесена по знак на прашање, никој не се појавува таму го нема Што не му каже на Мицковски да се качи на таму го нема Мицковски, таму никого нема. Таму никого нема, таму е Филип Петровски. Се појавувате вие. Да. Без резерва, затоа што борбата за идеолошкото ВМРО кое што го збориме и од почеток на емисија, и со историските прерогативи, за мене е света борба. И она што го правев беше без да мислам дали ја ќе имам кариера или ќе немам кариера. Во тој момент требаше да се спаси резултатот од изборите. Требаше формираме влада и поинако ќе беше се во Македонија. И за тоа искочив. И сега можна е да сум жртвуван, можна е да сум наместен, меѓутоа јас не жалам. Мицковски тогаш не е генерален секретар. Избран е дури секретар е веќе.
веќе е секретар. Тоа е крајот на 2016. Мислам дека Мицкоски избра некаде средината на 2017 година за генерален Толку кратко ли беше? Па да, не знам беше само неколку месеци. Тој избран за генерален секретар после настаните на 27 април, бидејќи во тој временски период е прв човек на електростопанство на Република Македонија. Па види, најверојатно пошто бил голем директор, значаен за Македонија, не било убаво да се качува погради. Ја бев само директор на државен архив. Но јас со гордост го направив тоа. И ден денеска пак ја повторам. Горд сум што се борев за ВМРО, затоа што на поинаков начин од нив го разбирам ВМРО. Има ли лична нетрпеливост, анимозитет помеѓу вас и Христијан? Јас мислам дека има. Јас мислам дека он има лична нетрпеливост. Мислам дека добро знае кој сум. Има едни муавети дека во време на протестите 97 година, кога бев студентски лидер, он е тогаш на почеток на студиите, дека, како да кажам, они се фамилиарно левичари, не се во тоа време склони кон и блиски кон ВМРО, дека имало одредени коментари меѓу одредени луѓе од неговиот круг, дека многу ме мрази. Прашањето кога ја го поставам на тие личности, на тој еден собир, приватен собир вака, дружба, зашто ме мрази која човеков не го знам, ја не го познавам тогаш, он не е ни политички активен, он во тоа време референцата моја дека татко мој професор на факултет. Наше дете. Уште не ни постоеше ни таа референца. Значи, татко мој од убава добра фамилија, на факултет професор. Значи е фаза пред наше дете ова. Да. И муабетот е, викам, зашто ме мрзи, ја човеков не го знам, нити сум го сретнал во град, не се познаваме. Значи не е некој познат, не сме другари, не сме пријатели, никој не го знаеше кој е. Муабетов е, те мрзи затоа што си ВМРО-ец. Он се активира 3 години подоцна со кандидатура за председател на Сојуз на студенти, значи ова е 97, значи 2000-та се активира против ВМРО. Ние имавме наш кандидат од подмалокот, тоа беше Игор Микев, они се сега роднинска врска, кумови се. И он кога се активира против нас. Добро. Значи, кој е таа? Сега членовите на ВМРО кои што ме плюкаат, тие што се клиенти таму, нека помислат како е извршена таа инсталација. Како, знаете, тоа постојано. Видите, човекот успеа 5 години, 6 години да преживее изцили он го држи ВМРО под вода. Значи, успева 6 години да преживее. Гледате, кога Бранко Царенковски ги губи изборите 98 година, се спасува како лидер на партија Бранко Царенковски, меѓутоа е жртвуван Благој Ханџиски, кој е шеф на изборниот штаб. Истото тоа се има случајно и во ВМРО-ДПМН, со Лјупчо Георгиевски. Тука за прв пат имаме лидерот на партијата 2017 година да поднеси оставка, тоа е Никола Груевски, после првиот пораз тој се повлекува од лидерската функција. Христијан Мицкоски, кој е генерален секретар, но е носител на листа на ВМРО-ДПМН во градот Скопје, која е катастрофална, губи е поразена, тој успева не само да остане како генерален секретар, туку да е унапреден на Валандовскиот конгрес во лидер на партијата. Успева човекот... Не е унапреден, он е наместен. Наместен, окториран, добро. Што е состојбата? Тој е прв пат во историјата на Македонија генералниот секретар да напредува, а да е жртвуван лидерот на партијата. Затоа што е проект во прашање, требаше да се смени уставот, требаше да се смени името, требаше да се воведе двојазичност и она што не го знаеме дека требаше Охридската рамковна капитулација да стане дел од уставот на Северна Македонија. Тоа се чив проект Петровски. Тука може да биде проект само во договор со странците. Тоа ги надминува силите и значенијата на влијанието на ВМРО-ДПМН. Тука ако е проект под контрола на странците, тогаш о блокирање на уставните измени во Република Македонија е кавга со странците. Значи, излегување од траекторијата на странците, од интересната сфера на странците, и второ со кои странци, знаете. Да, тој сигурно не доаѓа на чело на ВМРО и да учествува во сите тие процеси кои се во интерес на власта или во интерес на странците, ако е во конфликт со странците. Дали таа конфликтност се јава во еден временски период, кога почна да постојат повеќе странци?
Кога интересите на странците почнуваат да се менуваат, кога почнува да се яват повеќе лоби групи и како успеа Мицкоски, ајде феноменот на Мицкоски, па феноменот на Груевски, па феноменот на ВМРО и феноменот на власти да нели ќе финишираме осма емисија. Ќе те потсетам дека и Груевски дојде со помош на странците. Му помогнаа кога фалеа одреден број на пратеници за во 2006 да ја формира владата. Па на чудесен начин е убеден Тито Петковски. Прво 2004 година, 2004 година, каде што Лјупчо Георгиевски велат од Истанбул се јавува и велат, иако, знаете, тогаш Никола Груевски го има мнозинството во Централниот комитет, но мнозинството по терен и мнозинството нели на новија луѓе кои може да влезат и да го расторат конгресот, тие групи нели. Да, тоа за панорама ли реферираш? За панорама, подоцна нели и за Холидин или Оград хотел, Лјупчо секош можеше тоа да го направи. И Лјупчо Георгиевски се откажа во посебен момент. Има одредена информација дека на 6 или на 7 спрат во Холидин се наоѓа тогашниот амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија, мислам дека е Лоренс Батлер. Лоренс Батлер кој е прогласен за почесен граѓани на вашето Куманово, гледате, Кумановци се сега на власт во Република Македонија. И Димитар Ковачевски. Ама у време на татко му на Тачи. Во време на стариот Ковачевски, Лоренс Батлер е прогласен за почесен. Лоренс Батлер дека се пријатели лични. Лични пријатели. Лоренс Батлер е личен пријател и еден од најблиските пријатели на човекот кој е начело на комитетот за санкции и казни, кој доаѓа сега да биде трет човек во Стейт департментот. Джеймс О'Брајен. Овие што се заканија на Србија, ако не се тргне шефот на БИА, дека ќе и го тргна шефот од БИА. Ќе почнат санкции кон Србија. Да, го тргна шефот на БИА. Тоа е, значи, избриша пато со Александар Вулин. Значи, тоа е всушност методологијата. Во принцип секогаш на почеток се преговара ова ќе правиме, она ќе правиме, ќе ви помогнеме, ќе исполниме на странците. И ВМРО ДПМН и којте дома и кречите, па јас сум лидер на партија, зашто би се после известно време гледање во огледалото веројатно се заљубува во сопствената слика. Меѓутоа, овие 6 години се најкатастрофалните години во историја, поновата македонска историја, и ќе останат запаметени длабоко во иднината како години во кои што е променето името, во кои што се понижени македонците. Уставот и така натаму, и ова не може да се врати назад сега. Петровски, вие знаете дека требаше да биде стопирано. Дека Мицкоски имал најмалку 2 средби со Лјупчо Георгиевски и најмалку 1 или 2 средби со Љубо Бошковски. Знам. Што ќе рече дека таа екипа на старото ВМРО се приближа кон Христијан Мицкоски. Има големи шанси на следните избори да дојдат заедно со Христијан Мицкоски. Ако Мицкоски тоа успееше предходно да го направи, тогаш и неговиот конфликт со Никола Груевски немаше да биде конфликт на човек кој се кара со сите кои не размислуваат како него. Предходно се скара со Денела Арсовска, па се скара со Стевче. Туку ќе беше како одреден проект Никола Груевски за да се спаси кожичката, да го смени Христијан Мицкоски, кој се спротивстава на странците и кој всушност има комуникација добра со сите претходни лидери кои биле начело на ВМРО или перјаници на ВМРО ДПМН. Јас поинаку гледам на тоа. Ајде. Не е ништо спорно да се видат Лјупчо, Љубе и Мицкоски заедно на листи да си се стават за рад, се фатат оро да играат, мене тоа не ми мине ништо. Беше прв кој рече дека Мицкоски во тој момент одличен избор. Е одличен избор тоа беше првиот статус после конгресот. Иако никој не го праша и беше во друга партија. Но она што е битно сега што мене ме интересира, сакам да го поставам тука како прашање на Мицкоски и на неговата булумента. Лјупчо и Љубе учествуваа во промената на името. Беа и се уште се коалициони партнери на СДСМ и на Заев во времето на промената на името. Дали земањето на овие луѓе е индиректно привикнување на поширокото членство дека промената на името е нормална, обична работа, треба да се остави зад нас, или се подготвува нова манипулација, затоа што Антони Милошевски во едно телевизиско интервју, односно во едно интервју, рекоа дека е завршена. На YouTube, рече дека Преспанскиот договор е завршена работа и дека ќе би биле несериозни политичари ако го лажат гласачкото тело, ако го лажат гласачкото тело, дека можат нешто или дека ќе го сменат Преспанскиот договор. Тоа за нив е значи бетонирана работа. Ама Мицкоски има изјава, таа стои кај мене на профил, во летото 21, значи пред само 2 години,
каде што го прашуваат токму на оваа тема и он вели додека јас сум ВМРО, Преспа не е завршена работа. Сега на кого да веруваме? Мицкоски нема да биде ВМРО или ВМРО нема да постои, ќе биде сменето со некоја друга политичка партија? Или ќе си прифатат промената на името, а се уште го лажат членството. Добро. Како тоа членство може да биде со години лажено? И да биде манипулирано? Има повеќе фактори. Значи, Има повеќе фактори. На кој начин тоа, на кој начин? Значи вие одеднаш гледате, вие одеднаш станувате прво партија која е за македонско единство, па партија која има континуитет со Ванчо Михайлов и Тодор Александров, па партија во која во името стоело дека е за македонско одринско ослободување, тоа ЕДРН, тамо оној дел кој веќе према Турција, кај што не живее или никош не имало македонско некое население, па ја прифаќате антиквизација. Па влегувате во конфликт со бугаризацијата. А сте важеле предходно за пробугарска партија, значи вие имате такви некои шантрања идеолошки, како бара денот, идентитетски, и некој во континуитет 30 години го лажи тоа членство. Видите, СДСМ-ското членство може да гласа поради тоа дали е власт или не е власт, меѓутоа не може да биде лажено околу клучни идентитетски прашања. Точно. Ретко ќе видите СДСМ да оди со карта на голема Македонија или со карта на или со знаме на Вергина или со било што друго. Тоа ке ВМРО е традиционално. За жал се користи митологија, се користат овие историски приказни многу. Тие се убави за слушање, тие се значајни да се знаат, дел од нашата историја се. Кога тие ќе станат доминантни. Колку книги објавивте? Да. Кои се на прабугарски позиции во мандат на Никола Груевски. Само треба книгите да ги прочитате. Тие се дел архивирани кај вас во архивот. Мислам дека архивот има објавено документ. Кај што вие ги објаснувате. Ова што е сега барање за 3.500 бугари во уставот, тоа е ништо. Смешно е. Тоа е смешна, тоа е мачки на кашлиса во однос на тоа што вие го имате објавено, тоа за што вие си имате залагано. Мислите лично јас или како политичка? Значи да бидеме најасно. Значи јас сметам дека разликите со Бугарија што ги имаме не се разлики, дека треба да се користат како предност. Историската поврзаност на ВМРО и комуникацијата и врзаноста со дворот софиски и политичките структури таму требаше да биде нешто што ќе не спои. Да бидеме рамо до рамо, као двајца браќа. Ке вас бугарашите се главни против францускиот предлог. Во наводници бугарашите, гледате, Антонио Милошевски, ај трнете го на страна Антонио. Имате Маријан Ѓорчев, кој бил секогаш дел на тоа пробугарско крило, кој сега вели јас сум бил дел на левицата. Па црни Маријан Ѓорчев, ако си бил дел на левицата, што не си кревал на Димо Хаџидимов споменик, кој си бил градоначалник на Кисела вода, туку во 3 часот наутро го креваше споменикот на Тодор Александров. На почетокот, на самиот почеток после рампата на влез во Кисела вода. Овие што биле секогаш припадници на пробугарското крило во ВМРО, сега се главни против францускиот предлог. Како ние тоа да го сватиме, знаете, и вие успевате во 32 години да ја перите свеста на вашето членство, да ја перите, значи и на секои 4 до 6 години да имате нова свест, нови сваќања, нови кавги, нови конфликти. Очигледно е дека се мајстори за манипулација, значи прашањата кои што се на некој начин сентиментални за ВМРО-ското членство се користат да се манипулираат чувствата, а овие луѓе кои што ги споменуваме, кои што се на некој начин врхушка и кои што ја креираат или менуваат по потреба идеолошката позадина, тие се тука само ради лукративни, Маријан Ѓорчев и лични интереси. Главен идеолог на ВМРО ДПМН. Човекот, еден од неколкуте играчи од најголема доверба на Христијан Мицкоски, вела дека ќе оди во Белата палата по неколку часа има разговор со Христијан. Ова што сега се случува градоначалници, блокирање на систем, па тоа Маријан Ѓорчев тука во емисијата во Центар го има кажувано. Во интервјуто кога беше згазен, навистина многу кажуваше, пиевме кафе и тој објаснуваше како ВМРО сега има 40 градоначалници, дека има институционална сила да ја блокира државата, па штрајкови, па синдикати и сето тоа што го говореше, тоа сега се реализира, значи тој е идеолог на целата оваа операција. Мора требаше да реагира вака кога се менуваше уставното име, кога се менуваше преамбулата, кога се воведуваше двојазичноста, кога ги избриша принципите на АСНОМ, сега е доцна.
Значи, за неколку илјади бугари, ја мислам дека е само смешно вака да се реагира. Вие бевте лобист за Маријан Ѓорчев. Вие бевте дел на екипата на Маријан Ѓорчев. Овие играчи, нели, кои се почесни конзули, вие тамо ги запознавате како дел на екипата на Маријан Ѓорчев. Да. Па, нели, мислев и дека треба тука да дојде да каже како мисли, што има, како има различно мислење. Штета е што немаш дуели, да седнеме повеќе, луѓе тука да разговараме. Вие ми сугериравте дека е добро Маријан Ѓорчев, кој завршува амбасадорска кариера, да го поканам во емисијата, дека има што да каже. Вие лобиравте, во наводници лобиравте. Јас мислев, за Маријан Ѓорчев. Во тоа време мислев дека има достоинство. Значи, дека не се тргува така лесно со достоинство за позиција, за разговори со лидерот и така натаму. Но тие работи се сменија. Како преживува Мицкоски, тоа е едната работа, и втората работа е како ги преживува Делчевски ниви. Јас мислам дека врхушката околу Мицкоски, не вела Мицкоски, врхушката околу Мицкоски, кои беа напеналени со Делчевски ниви, кој на послужавник ги имаше власта со случајот имаат истрага целосно завршена. Исто како што ги имаат на пенал со случајот мали и средни хидроцентрали. Само треба да видиме кој министерство подпишува, кој министерство плаќа, кој министерство одобрува, тамо е Зоран Ставревски, тамо е Министерството за транспорт и врски. Значи со Делчевски ниви ги имаат на послужавник. Да. Мислам дека тие се сомнева дека вие сте човекот кој го отвара случајот или прв алармира за случај Делчевски. Тука што зборевме. Делчевски ниви. Мислам дека главните напади дека вие имате некоја лична војна со нив и дека вие откривате одредени информации за Делчевски ниви кои ги сугерирате на власт. Што не е точно. Работата е сосема поинаква. Ако ми дозволиш малку да го расширам временскиот период. Прво доаѓа таа тужба против мене, за која што ја не знаев до пред 10 дена. После доаѓаат двата физички напади. Тужбата за ваша изјава што зборевме дека ме тужи во една емисија на национална телевизија. Тужбата во која што они ме тужиле мене, меѓутоа ја не сум знаел до сега. Тужбата е една недела после изборите. Вие не сте информирани, значи судскиот процес, значи оди така. Судот ми поставил адвокат по службена должност и тој човек успеа да ме најде прошлата недела. И јас се чудев, се смеев, прво мислев дека е пренк, мислев дека ме зезаат од штабот, од довлото, дека ќе ме снимаат, ха-ха-ха, тебе ли ќе те тужи во скриена камера. И, значи, прво доаѓа таа тужба, во која што они се жалат на државата, дека јас сум ги спречил да ја направат владата, сум ги дискредитирал. И тоа ги здоболело очигледно многу. Тоа кога не отишло како што отишло, доаѓаат после 6 месеци нападите и 9 месеци и после тоа доаѓаат таа година кон крајот пред локалните избори, Делчевските ниви кои што си ги организира како што си ги организира таа криминална група, дозволи ми. Овие напади, овие напади кои беа на вас, прво се објавени на страниците на Инфомакс. Да. Вие бидејќи сте сега застапен, имате емисија. Да, имам, ководител сум таму. Да, ги имате ли прашано тие луѓе кои им ги имат јавено тие информации да ги објават за вас, бидејќи пола сат после нападите кои се случуваат на вас, првите информации се објавени на страниците на Инфомакс. Она што ми е кажано е дека дојавата е од Белата палата. Значи Белата палата. Да. Дека сум нападнат. Тоа е јавено во полиција или Белата палата има информации без да биде пријавено во полиција? Не беше првиот случај пријавен во полиција. Значи не е воопшто пријавено во полиција. Значи Белата палата има информации без да биде паралелна држава. Значи таа не само што ги користи информациите кои се дојавуваат или доставуваат до Министерството за внатрешни работи, туку има и свој. Да. Кои се надвор од сега, ја не знам или можеби тие го организирате пањето, можеби. Значи нападите, јас сум убеден дека се организирани од нив. Од Белата палата. Значи немам никаков сомнеш. Нападите се организирани од нив. Тужбата која што сега ми е употпунува, мозаикот што ми се употпунува, само додава на таа линија дека таа омраза, антагонизам и желба за одмазда се од невидени димензии. Затоа е прашав, има ли нешто лично? Јас сум у дилема да го замолам судот да ме осуди. Со тоа ќе се докаже дека поради мене не направиле влада. Кај мене тужбата е вин-вин. Кај нив е толку моронски составен тој текст. Тоа е лус-лус. Тоа е за да ме тормазат. Тоа е тужба направена да ве влечат по суду и да си живljаваат, нели, да значи ја не сум да ве трошат. Мене не ме умара борбата за Македонија и борбата за ВМРО.
застапувањето на мои ставови, дали е во емисија или на рочиште, ја немам проблем. Тоа е во еден период кога тие всушност се бесни на сите бидејќи не победиле. Мислам нека клучно оно интервју кое пред изборите го правиме. И тоа ни го замерат, и тоа ни го замерат веќе 3 или 4 години дека тоа интервју ме земало од 2 до 4 пратеника, тоа интервју кое пред изборите на 15 јули 2020 година. Ово што подозна се случува, меѓутоа ние сме нели толку внимателни што немаше никакви делови на тој интервју кои што можат да се фатат. Ја чека првата емисија мала ваша несмотреност, кај што велите. Не несмотреност. Меѓутоа тие така цена. Јас стојам позади моите зборови. Тие така цена. Они мислам дека во тоа време не беа свесни колку е јака интернет информацијата. Бидејќи нели твојата емисија само на интернет. И они мислеа бидејќи луѓето се како да кажам, технолошки не баш доволно упатени и они мислеа дека проблемот е на националните телевизија, не овде. А ја лично мислам дека народот повеќе се информира на овој начин. Наредната година повеќе од 80% големите компании во Македонија, повеќе од 80% од своите средства ќе трошат на нови медиуми. Така што овие 5 или 6 телевизии национални кои се, мислам дека средства да ќе од една или на 2 телевизии, други 4 телевизии ќе останат без средства. Ја мислам дека треба да се затворат нервозата кај тие медиуми е дека не може да продуцира, да произведат супстанца. Не програма, супстанца за која ќе ги финансират турските продукции, бидејќи во најголем дел парите одат за турски продукции, турски серии и така натаму. Тие ќе останат без пари. Така што овој конфликт на медиумите со власта и кокетирањето со опозицијата е околу тоа дали ќе имат или ќе немат пари, бидејќи тие не знаат сами да направат пари. Повеќе од јасно е дека се тоа застарени начини на информирање. Бркање од студија, карање, правење и така натаму. Ова е наредното ниво. Ова е next level. Овдека. Има начин за интеракција, емисијата која ќе ти оди во живо може да комуницира, да пишува. Со сите. Значи има двонасочност. Медиумите класични за перење на мозок, бидејќи во Македонија, а и пошироко гледаме, дека медиумите се користат како пропагандна алатка, а не како информативна структура. Таквите медиуми според мене треба да завршат на буништето на историјата. И сега да се вратам на Делчевски ниви. Да, тоа е клучно. Тоа е случај, значи тоа е мајка и татко на сите случаи. Апсолутно. Кај што ние гледаме како еден дел на власт, еден дел на опозицијата соработуваат. Да. И успева лидерот на опозицијата во наводници да преживее. Политички. Што се случува? Полицијата им го извади случајот, ако не им е јасно, еве јас да им кажам, па ако сака да ме тужат, ќе им кажам и на рочиште. Полицијата ги следи, не ги следам ја немам капацитет да ги следам нивните комуникации. Значи има купување на ниви по Делчевско. Они кои ги купуваат нивите, тоа е јавен настан, зборел цел град дека купуваат ниви. Значи, купувањето на тие ниви е забележано од државните органи дека се работи за организирана криминална структура. Нешто се случува. Се купува за 30 денари, се препродава за 800. А тоа што пробуваат наративот дека ЕВН е приватна фирма, па нема што да интересира полицијата, веднаш да им кажам. Но имат луѓе они ќе имат луѓе во ЕВН има државен капитал. Крадењето од ЕВН е крадење од државата. Колку е 49%? Значи државата има капитал. Значи државата има капитал во ЕВН. Гиевски е поставен од државата, вработен и така натаму на времето. И оставен од новите газди. Значи, кога го направиле криминалот господата, тоа е без разлика што е амнестирано сега и денеска е криминал. Значи, тоа е организирана група на криминалци. Кога они тоа го прават, значи, ги забележале од правеле трансакции, парите не се поминати од мојот джеб до твојот джеб. Не само трансакции. Поминати се милионски трансакции. Има Viber групи. Не само тоа. Има комуницирање на прајање. Значи, чудно е како луѓе у ЕВН, како луѓе околу Мицковски, случајно така се издоговорили, им ги фателе тие работи. Она што ние овде го зборевме беше кога се објави криминалот, се објави веќе дека има истрага, мене 2 и 2 кога ќе соберам ми е јасно дека е 4, дека ќе ги апсат. А ги апсеа пред локалните избори за да им направат штета у рейтингот. Меѓутоа, криминалот таму е докажан. И сега е апсолутно нејасно како се повлече представникот на владата кој што е човек на Заев. Значи како падна обвинението сега, знаеш? Се повлече човекот кој што е представник на државата во ЕВН, човекот на Заев, по име и презиме е објавен во медиумите. Ја повлече изјавата против нив и падна случајот. Ви, Васко,
Изјава менување не значи дека престанува да постои криминал. Дозволим само да ти го кажам. Они го срушија цел случај со небулозна изјава. Одеднаш криминалот остана. Обвинителството за борба против организиран криминал, кој е синоним на процесот на албанизација во Република Македонија, така и олигархијата, така и опозицијата го дефинираш изборот на Ислам Абази, одеднаш тој синоним на албанизацијата е крунски доказ дека тие се невини. Бидејќи тие се откажуваат. Бидејќи обвинителството за борба против организиран криминал се откажува од гонење и вели дека нема доволно докази за случајот Делчевски ниви. Гледај, они направи... Одеднаш албанците не окупират Македонија, одеднаш албанците или не се лошите албанци кои тука ни земаат се живо и дело, одеднаш се молчи. Веќе не спомнуваат ништо за тоа. Не го спомнуваат. Од кај Мицко не го спомнуваат, ка сами дека вееше карти на голема Албанија кога го посети Курти во Тетово пред само 2-3 месеци. Тоа не е битно затоа што они се коалиција, така ли? Па мене ми е јасен нивниот мотив и креирање на наративи. Мене не ми е јасно членството. Слепо ли е? Глуво ли е членството да не ги гледа тие работи? Мозокот на случајот Делчевски ниви не беше чепнат и главниот организатор, односно организаторка на случајот Делчевски ниви не беше чепнат. Да. Тие беа надвор од овој процес. Тоа полицијата го знае и Оливер Спасовски. Сите го знаат. Значи Оливер Спасовски тоа го знае. Сите го знаат. Како може од мене да дојде пријава? Тоа го знаат и странци. Инаку уште една работа само да појаснам. Вие рековте дека доколку јас сум ги пријавил за Делчевските. Вие рековте дека ја ќе кажев дека сум ги пријавил. Ја не се плашам. Но имавте вие сигнали и информација дека нешто се случи у Делчево. И вие во оваа емисија ние тука први алармиравме дека нешто се случува во Делчево. Ја имам уште, само не сакам човекот да го експонирам, се плаши од нив. Човекот учествуваше во купување? Не, човекот по друга линија. Случајно тој се купал земја таму. За себе, да. За себе. Да. И гледа дека нешто се случи, дека оде на сцената на земја. Него му се имаат заканувано. Тоа полицијата исто го знае. Овие играчи. Дека го тепаат човекот. Мислам, овие луѓе се бескрупулозни, овие се луѓе крволочни. Овие играчи. И затоа мора да на овој начин да дискутирам, да им кажам дека и покрај нападите, и покрај све што прават, не им се плашам. И ќе зборам уште повеќе. И да сум го знаел јас случајот, никој да не знал, ќе сум го пријавил ја. Меѓутоа не е така. И жал ми е што не е така. Тие се дел на вашиот извршен комитет на млади, така? Не, тоа е втора или трета ешелон во мое време. Така? Тоа се луѓе овие кумовите, екипат. Да. Значи Гиевски и сопругата негова, Слободанка, они се дел од мојот извршен, тогаш не се у брак. Подпредседатели ми беа. Микев и Ефто и другите, тие се втор, трет ешелон, мислам, тоа не се луѓе кои што имаат тие што сега политичка... Сашо Мијалков, да, што сака да го мене. Тоа се луѓе кои што по мене сега да не се генерализирам, меѓутоа ја имам право на мое субјективно мислење, нема политички и идеолошки капацитет да бидат во врвот на подмладок од 90-те години. Прво не знае историја, друго нема стварно од земјоделски факултет. Стварно нема, ќе цитирам Кисинџер. Најдобар материјал за политичаре се правници и филозофи. Значи правени филозофски факултет. Не затоа што тоа е толку различно, затоа што таму добиваат подготовка. Се учи историја, се учи право, закони и така натаму. Овие луѓе беа... Мислам дека само Гарванов било технички науки и сега Христијан Гицкоски. Сега Гарванов завршува. И Бранко Црвенковски. Не говорам за ВМРО, говорам за да се насмеам. Ке левицата е Радмила Шекеринска, Бранко Црвенковски, нешто таму има поинаков. Таму начинот на размислување е поинженерски начин на размислување. Не разбираш, овие луѓе нема политички капацитет. Значи има едно паланечко настапување. Значи имате албански фактор кој албанизира државата, но сега веќе не албанизира бидејќи може ке треба да се прави коалиција. Да, може ке треба да се прави коалиција, нема Делчевски ниве, никој веќе тоа не го спомнува. И имате клета олигархија, ама луѓе на таа клета олигархија ги купуваат акциите во мали и средни хидроцентрали. Да. И го спасуваат повторно лидерот на опозицијата. Одеднаш гледате човекот кој доаѓа на чело на партијата и кој треба да се бори против албанизација и против олигархизација на Македонија, е спасен нивен експонент. Е спасен од албанците и спасен од олигархија. Станува нивен експонент. И мојата теза е следна. Ние немаме олигархија која што се збогатила на нормален пат, како на запад. Кој ќе направиш милион или милиарда, пишуваш книга која е твојот метод.
Ние имаме олигархија која што го приватизираше твојот, мојот, на сите македонци капиталот во 90-тите со фамозните закони на Бранко Црвенковски и Јане Милјовски. Значи направена една во најмала рака криминална приватизација. Се одзема све од народот, се дава на одредени семејства. Сега треба да влеземе во Европска унија. Европската унија има јасни параметри за потекло на имот. Има јасни параметри како се работи. Не може како во Македонија, како Елдорадо, како на Див Запад. На нив им треба човек кој што ќе го инсталираат за да ги штити. Нашо дете за да му дадат сега да му фрлат трошки, коски, а за после органите на прогон на државата да не ги чачкаат. Они ќе си купат, они не го сакаат него, они себе се сакаат. Петровски. Него ќе го инсталираат како параван, штит пред себе. Гледате, Петровски. Ако го должни огради. Ако успеат, ја мислам дека нема да успеат. И намерно го кажувам ова, бидејќи овие мисли се одлична трага, одличен материјал за, скицирање на историјата. Петровски. Одеднаш имаме една апсурдна ситуација кога и да прашате вели, па јас не го ставив Мицкоски. Сашо Мјалков не го ставил Мицкоски. Груевски не го ставил Мицкоски. Никола Тодоров не го ставил Мицкоски. Антонио Милошевски не го ставил Мицкоски. Владко Ѓорчев не го ставил Мицкоски. Илче Гебелс не го ставил Мицкоски. Александар Николовски не го ставил Мицкоски. Кој го стал тој Мицкоски? Начело на ВМРО. Се спушти со хеликоптер во Ландова. Никој сега, вие кој ги слушате, тие луѓе, кој вие ги слушате, 63-та Подобранска, значи вие кој ги слушате овие луѓе, никој не го ставил Мицкоски. Никој не бил за Мицкоски. Не е така. А Мицкоски станал лидер на ВМРО. Знаете, овие како да прашате како никнало кокиче у пустина у Сахара. Не е така. Гледај сега, ме тужат за изјава у самовистина. А не ме тужат што 100 пати сум кажал дека немало кворум првиот ден во Воландово. Тогаш не ве брка од самовистина? Како мислите да ме бркаат? Па да не ви имате збркани вас од студио од самовистина, не? Не ме брка, меѓутоа имав банирање едно време од истиот човек. Неколку месеци не ме викаат. Па не беше типка на емисијата. Последната моја емисија на Канал 5 телевизија, нели имав една секвенца кај што ми исклучи струја, а последната емисија... Ама нели беше тоа у разговорот на Мартин? Мартин Протогери. Или Мартин го нарача тоа со Емил? Или се договара да снемало струја, да било вака. Тоа е, значи, неверојатно ништо сме прошли. Кога се објавуваат бомбите, тоа е 2015 година, јас правам серија емисии кај што го правам масакар, салата Зоран Заев. И Зоран Заев седно ги слуша тие бомби и за сите овие бардови на новинарството. За Никола Младенов, за Борјан Јовановски, за Бранко Гировски, за никој ништо не може да најде. А сите се тие репресирани од Груевски, сите тие се нели малтретирани од Груевски. И ако го правам салата, ја вади мојата бомба кај што ми исклуча струја. А овие бардовите никој ништо не им прави. Сите со овие бардови кокетират, комуницират. Пресилен е зборот бардови. Па добро, така тие се доживуваат. Да не е на кај бардовци, ама тоа така нели тие се доживуваат. Сами за себе. Сами за па себе. Јас за себе може да кажам дека сум единствено мојата бомба кажува како е исклучена струја, да нема струја во додека се емитува емисијата во центар. Знаеш ли каков скандал е ова? Не може у цивилизиран свет да се случи да се исклучи. Тој 2011 година. Тош не реагира ни Европска унија. Не реагира ни американска амбасада. Уште мислеа дека ќе го менува името. Тоаш не реагира ни Дуња Мијатовиќ. Јас се обидувам да стапам у контакт со Дуња Мијатовиќ, неќе Дуња Мијатовиќ. Што беше на ОДИХР? Беше на ОДИХР, нели медиуми, слобода на медиумите. Никој ништо не реагира, знаете. Беше дозволено, има license to kill, значи може што сака да направи, бидејќи ќе го сменат името и ќе внесат Македонија во светла иднина и се случува 2017 година интервју со вас, кај што вие говорите за Сорос, говорите за Европска унија и почнува титкањето. Истиот овој што брка луѓе, од емисија. Да, ми ги титка емињата. Така беше, тоа беше емисијата, кај што јас реков, не сакам. И таа е емисијата која е објавена само на YouTube. Тоа е со вас емисијата. Ми ги титка емињата, кој ќе спомнев амбасадор, ти 2017. Значи, и никој не ќе да снима со мене и 2011-2017. Подобро ти е вака. Значи, те уверувам дека ти е подобро вака. Само продолжи вака, имаш кредибилитет, имаш упорност, години се во прашање, имаш гледаност, таа само ќе расне. Подобро ти е вака, овдека не можеш, немаш потреба на никој да му ведеш глава. И да не беше Алајдин Демири, покојниот Алајдин Демири, кој прифати интервју после титкањето со емисијата со вас, не ке можев со кого или немаше со кого да ја снимам следната емисија 2017 година.
Значи покоен Ален Демири, кој ќе ме праша зошто ти постојано го каниш, а постојано се кара со Ален Демири, бидејќи беше единствен маж кој прифати да има Зошто да не дојде ќе си каже човекот? кој прифати да има интервју. Значи, Тоа се нели вистините кои ние некогаш не ги кажуваме или некогаш пробуваме да ги скриеме, бидејќи не може јавноста се да знае како е зад завесата некои работи. Ти сега ме потсети тоа титкањето не влегува во овие 8 емисии со милион прегледи. Не. Тоа е друго. Тоа е друго. Тоа се други Од серијали. Тоа ќе ги ставиме, тоа ќе биде 1.200.000. Значи, ние ако ги собереме сите емисии може да имаат и 2 милиона, меѓутоа не е битно тоа. Битното е дека имаме континуитет. Петровски, 20 години ти зборувам што мислам и не отстапувам од тоа. Тоа ми е битно. Пред да ве вратам тука на олигархија на Мицкоски на сите За моторот не докажав од почеток. И за моторот, ај на крај ќе кажеме за моторот. Сте можеле да бидете Даштевски, сте можеле да бидете Филип Петровски. Да. Вие сте одбрали да не сте Даштевски, тој сега председател на Државната изборна комисија, сте одбрали да бидете Филип Петровски. И најдобро знаеш ти дека сум ги одбивал понудите. Вреди Принципиелно. Вреди да се биде Филип Петровски или вреди да се биде Даштевски? Што мислите? Само Филип Петровски, апсолутно. Лукративно не е, финансиски не е исплатливо, меѓутоа убеден сум дека ова што го зборам ќе биде ехо низ наредните децении и можеби и повеќе. Сакам да остане трага за она што и се случуваше на Македонија во нашиот животен век, како сме неправдани и продолжува таа неправда што има низ историјата и денеска на исти основи, само што луѓето кои што ги поставуваме се неопитни, необразовани, прости, нахални, финансиски заинтересирани и не ја бранат државата кој што треба да ја бранат вистински нејзини представници. И добро, кој го става Христијан Мицкоски, бидејќи никој не го става, нели? Може да го постават само двајца луѓе. Тоа е Сашо и Никола. Никој друг. Сашо Мелков и Никола Груевски. Никој друг. Во тоа време никој друг. Можеме ли моделите да ги анализираме? Може. Знаете, бидејќи ние делегатите се исти од 2015. Бидејќи ние всушност овие работи кои досега ги кажувавме, ова се во најголем дел критики на власта. Власта која не успела да демонтира еден модел на заробена држава. Затоа што е неспособна. Апсолутно. И ние тоа го дефинираме низ овие 50 или 60 минути, каде што тие во 5 или во 6, затоа имаме таков извештај на Европската комисија од пред 3, односно 4 дена, кажувале дека корупцијата стига до највисоките врвови на политиката. Те не велат на власта, туку велат највисоките врвови на политиката. Сите се они власт. Значи дека сите се тие власт. И Тачи и Мицко се власт. И сите се они власт. И Ахмети, да не ги забораваме. Значи гледај само една асоциација. Ти кој ќе го погледнеш? Сигурно ако Олијер Спасовски од Куманово. Да. Ако е Димитар Ковачевски од Куманово. Значи само вие фалите да сте начело на ВМРО-ДПМН и да биде се од Куманово и овој Мичо Куманове за остава директор на затворите во Република Македонија, све да биде под контрола на Куманово. Па Мичо беше во затвора, не директор на затвор. Па добро, и овој Исмет Гури бил, па после стана. А по тој модел, не знам. Значи, како велат, вие за да може да управувате брод или да управувате хотел, мора да работите на рецепција или мора да работите на шанк во тој хотел за да може да бидете директор на хотел. Така нели ги учат. Сега ме потсети, има таму една групица што се собира, што се јачаат идеолошки. Да. Во еден со Мичо, да. Ама многу ги нервираат овие мои твои емисии. Апсолутно. Значи, мислам дека ги анализираат напред-назад и многу ги нервираат. Да ги поздравиме. И баш ми е драго. Да ги поздравиме. Да продолжат да се нервираат. Но се вратам на да речеме Славјанка, на Маричич, на екипата. Првата асоциација која ги гледаш луѓето на Тача, ти една несигурност, една како да кажем, разочараност, една небитнина, не гледам дека има еднина. Маричи си збори секој ден дека ќе влеземе во Европска унија, меѓутоа мене не ми звучи тоа со сигурност. И намерно го кажувам да не мисля дека ги критикувам само овие у Белата палата. Исто ми се фаќа. Петровски. Да. ВМРО-ДПМН немаше вака да се однесува во однос на францускиот предлог и бугарските измени, ако јавноста вршеше притисок на ВМРО-ДПМН. Така што тезата опозицијата го блокира процесот. Таа може би да е 20% точна. 80% власта не успеа да ја убеди јавноста дека гласањето за францускиот предлог е иднина за Република Македонија. Ако власта, ако Бојан Маричич успеа да убедат јавноста
И таа јавност да вршиш притисок врз ВМРО ДПМН. Имаше како попче да гласа Христијан Мицковски без разлика што Груевски, без разлика што олигархи, без разлика што руси или белоруси бараат од него. Апсолутно. Мислам дека неспособноста да се комуницира пораката што се сака. 80.000 евра се трошат, нели, Мојот Маричев да убеди јавноста. Па тој мислам дека нема убедено никој со тие 80.000 Мислам дека има разубедено луѓе со неговото појавување. Не сум сигурен дека тие пари наменски се трошат, меѓутоа во Македонија нема дебата како се трошат пари. Тоа ќе влеза тамо систем на врзани невладени, паравладени, секакви тоа е всушност ухлебие за нивните Тогаш мислам дека ќе биде куку. Никој нема нигде да влезе. Апсолутно. Постигнате детант, компромис. Ја тебе војводо, ти мене сердаре. Ја тебе не те гонам, ти мене не ме гониш. Очигледно е носењето на новиот КЗ, односно измените на кривичниот законник беа тоа. Си замнестира сите меѓу себе, престана активните случаи, најголем дел на луѓето околу Мицковски. Овие у очекување на можни, ако паднат случајно, случаеви дека нема да се гонат, пошто тој закон не е применлив веќе на тој начин. Гордана Јанкуловска испадна жртва на системот. Жената која била 10 години министар за внатрешни работи. Заборавија Мартин Нешковски, заборавија тепање на протести 2015-2016. Значи се живо и диво заборавија, испадна дека Гордана Јанкуловска била жртва на... Па ние сите се сеќаваме на тоа незино крезулење тамо, смејулење, со Ставлевски кој се правеа моабети. Да. За судиите. За суди, значи со све живо. Значи ние заборавивме за тоа смејулење незино по тие. Испадна дека Гордана Јанкуловска била жртва на систем, значи не била таа начело. Па оние изјави несмасни што ги даваше за монструм. Па сите тие работи, сите тие процеси, одеднаш таа е жртва. Еве жена ја ставиле, не должна да лежи. Па Милена Киевски, ние не сме слушале, па стана милионери тие луѓе. Види, па меркатори, па вакви, па онакви случаи, па што, па мали хидро, па тоа целата таа екипа е истоварена. Шпонски скали, па све живо. Како требаше да дојде системот? Па ЈСП автобуси. Па нели требаше да има офицерски дом, па во офицерски дом да биде градската палата, па таму да има матично, па во матично да се венчат, па подоцна кога ќе се венчат да стигнат до шпанските сали, таму да ги слика како пред шпанските сали во скали во Рим. Па мислам биде ние заборавивме на тоа лудило. И одеднаш поради неспособна становија ние тоа го заборавивме и сега Гордана е жртва на се. Браво, Горде покажа како се бори против режим. Мојата теза е дека се створи супер елита. Значи, она што беше политичка елита, што никош не сум го гледал како политичка елита, знаеш дека ми е спорно да ги наречам елита луѓе кои што имаат ограничени интелектуални капацитети. Меѓутоа, таа политичка елита сега стана супер елита, затоа што се многу добро платени, си донесува закони за покачување на плати, тоа е скандал од невидени размери. Сега после 1 јануари треба да имаат ново покачување по 500 евра на платите, значи платите ќе им бидат од 2, 3, 4, па на некои функционери до 5000 евра месечно. Значи, ако се 12 месеци по 2000 евра, тој Јас сум израчунал, во еден животен, во 4 години мандат, они добиваат повеќе пари за еден животен работен век на просечна плата во Македонија. Значи, она што вие го работите, обичните луѓе го работат 40 години, они можат во 4 години да го постигнат. Значи се создае супер елита. Таа супер елита сега има со 2, со 3 пратенички мандати тие стануваат милионери. Па ако ќе бидат патни трошоци, па керозин трошоци, па вакви трошоци, па онакви трошоци, па еден тендер, па два тендери, тие политичка предност за вработување на роднините. Па 10 луѓе ќе вработат од Затоа велам супер елита. Супер елитата е одвоена од народот. Таа сега меѓу себе има протоколи за комуникација. Супер елитата не е битно од која партија е. Они се разбираат со поглед. Они се штитат себе. Обичниот народ треба вака да го гледа доле, тој не е битен, тоа е бројка. И затоа се прават хаотични наративи, еден ден едно, друг ден друго, трет ден трето, за народот да не може да фати кај е почетокот, кај е крајот и да отиде согласно својот табор да се изгласа, меѓутоа што и да изгласа истото се случува. Значи, тоа е тоа што ја корумпираше и ја направи заробена државата, а тоа го констатираше Европската комисија во извештајот. Да. Тој последни извештај. Висока корупција. Значи, констатира висока корупција. Во Македонија. Да. Значи, висока корупција, јас го дефинирам. Сите? Сите во
Па да. Па гледате се, значи владата, таче си има влада, Мицко си има локална самоуправа, тие се горе-доле исти. Тие се на власт сите. Прогон нема, казето е изменето, амнестија на дело, криминалот не е криминал, иако ја мислам дека постои криминал. Само да значи, дополнам сите се недопирливи. Освен еден или двајца градоначалници, ниту еден од 40 градоначалници на ВМРО ДПМН нема отворено или нема поднесено пријава против свој предходник кој бил од редовите на СДСМ. Дојдоа на власт, локална власт 2021 година дека ќе се санкционира криминалот на градоначалниците на СДСМ и нема никакво санкционирање. И тоа е, знаете, оправдува на ваша теза дека има власт, кој има пари, кај што има криминал од висока корупција, имате локална самоуправа, кај што исто така има пари, има криминал од висока корупција. Затоа мислам дека се плашат од Груевски. Мислам дека ќе им ја растори игранката ако се замеша. Ова игранка е идеално фатена. Они се носат ова се негови деца, негови. Да, ама му се скараа сега. Заврши љубовта. Љубовта заврши, се престројуваат кај Мицковски, и таму ја гледат наредната шанса за приклучување на суперелитата. Суштината што е? Они сега си имаат поставено една идеална структура. Ќе поминат изборите нешто горе, ВМРО нешто доле, само тука ќе бидат сите. Нема да испадне скоро никој од игранката. Ќе се преструктурираат, ќе се шафл се вика тоа на англиски, ќе се преместат. Еден вамо, еден таму, еден онаму, пак ќе бидат они горе, народот ќе биде доле. Сега мислам дека тука Груевски е прилично многу изнервиран, пошто гледа што се дешава. Сепак се удира на неговото его и на неговата... Ако Груевски го правеше ова што го прави Заев и Мицковски, тогаш Груевски ќе беше начело на ВМРО, а немаше да биде на топал гулош 3 пати на ден. Ама и ќе тргне по неговата глава. Ќе тргне по неговата глава. Значи, договараш, не исполнуваш, се отвора сезона на лов. И затоа не отиде таму. Мислите дека Груевски е невин? Ја не знам дали е виновен или невин. Тоа има судски органи што треба да го докажат. Ја имам моје мислење кое што се базира на политичка оценка. Од ова што го гледам сега и тоа што он го правеше има многу голема разлика. Петровски, значи вие по втор пат ќе влезете во процес на бранење на Груевски. Не го бранам. Првиот пат вечерта на долгите ножеви пред. Не, и тогаш ВМРО го бранам. Државна изборна. Добро. Сега бранејќи Груевски, повторно го браните ВМРО? Не го бранам јас Груевски. Значи јас само ги гледам параметрите. Јас имам најизворно право да го критикувам, да се расправам со него и сум се расправал во лице. Кога Митко Јанчев го сјавил пред нас на Никола Груевски. Рече дека го критикувам нонстоп на овие емисии. Никола Груевски не ни побара да се слушни со вас. Значи се слуша со Митко Јанчев, разговара, колку е 10-15 минути, но не бара. Значи јас немам со него контакт. Не сум се видел, не сум бил у Будимпешта. Значи немам очекувања. Ова што го зборам во моментов е, она што го базирам на сопствени доживувања, што гледам што се случува сега. Квалитетот на ВМРО е паднат 100% надоле. И знам дека има големо влијание кај членството. Направени се неколку интерни истражувања, каде што он е 4-1 во однос на Мицковски. Мицковски има сериозен проблем во таа насока. И затоа мислам дека ги собира овие Љубе, Љупчо и така натаму, а они пак имаат личен проблем на лична релација со Грујан, или он ги поништи нивните политички кариери, така што они сега мислат дека е момент да му се соберат и да му го затворат патот. Ајде да анализираме таа анализирам таа ситуација, пошто таа гледам сега од дистанца, без очекување. Гледам сега некој начин замрена е, веројатно или е замрена тотално или е влезена во некоја ВМРО-вска фаза каде што под маса ќе се случуваат одредени. Ја мислам дека е тоа. Одредени работи. Прво, дали вие би биле дел или сте биле дел на некој комитет кој би го чекал Груевски? Не. На бел конј тука во Република? Не. Нешто таму со леп, со вино, со Не, ја немам контакт со Груевски никаков. Значи не сте дел на екипа која би го чекала на бел конј тука Никола. Од декември 2017 до денеска најблискиот контакт е која Митко Јанчев збореше во моја присуство. Овие стари ВМРО-вци го чека Ванчо Михайлов да се врати
4 години во текот на Втора светска војна и тој дојде во Скопје преку Софија со авионче, се врати еден ден, беше тука и замина да не биде така со Никола Груевски, вие да го чекате, да го чекате никако да. Ја не знам како ќе биде и дали ќе биде. Меѓутоа знам дека членството на ВМРО-ДПМН бара појасна перспектива кај ќе се движи партијата. Има конфликт помеѓу Мицкоски и Груевски? Ајде да седнеме да анализираме. Има. Значи не може без климање со глава на Никола Груевски и без климање со глава на Сашо Мелков, Мицкоски да стане лидер на ВМРО-ДПМН. Апсолутно, значи невозможно е да дојде со хеликоптер кој што се Мицкоски има 10 посети на Будимпешта, на Кумровец, на актуелното ВМРО. Ама ни една средба со Груевски. И ни една наводно средба со Груевски. Да. Единствена средба со Груевски која беше елаборирана во јавноста е средбата на Никола Тодоров. Да. Отиде тамо некаде пролета 2021 година и сите говореа за средба на Никола Тодоров со Никола Груевски. И се излизган. Никола. Мислам дека беше излизган. Никола Тодоров. Беше излизган и од Заев, беше излизган и од Стео Пендаровски, од Никола Груевски и бога ми од Кристијан Мицкоски. Па нели луѓе на Пендаровски ја договараат таа средба ако сега велат, знаете, ако добро се сеќавам од разузнавачките структури, така? Да. Петровски, ајде вака сега да ги поставиме работа. Последните Јас сакам ова да го поставиме јавно, нека размислува јавност. Последните 2 месеци имаше една теза со 2 дела, тоа е дека постои некоја стикче и постои некој стенограм. Да. Стикови или повеќе стикови или ајде да речеме флешчиња како ги викате вие со малце бугарски нели тајни депеши. Тајни депеши кои биле праќени. Значи стикчиња кои биле USB како велеше Никола Груевски, USB кој е праќено од Будимпешта до Скопје, до Али Ахмети, до Тала Џафери, ама некој херој кој ги носи тие USB-а си направил копија и ги доставил до Белата палата. И врз база на тие USB и Христијан Мицкоски, Александар Николовски велат фатен е Никола Груевски како се пазари со Али Ахмети, со Тала Џафери и со власта. Ова на Јан Флеминг новела за Джеймс Бонд. Глупости. Тоа е првата теза. Глупости. И втората теза е дека е најден стенограм или до ВМРО е стигнат стенограм, што може лесно да е подметнување. Од тајна средба ке Стео Пендаровски, на таа средба присуства Стео Пендаровски, присуства Али Ахмети, Бојер Османи, Артен Груби, Бојан Маричич, Димитар Ковачевски, 2 мокни амбасадори, Агилер, амбасадорката од Националните американски држави, ГИР на Европската. Тој што пред 4 дена го донесе извештајот на Европската комисија. И дека тој извештај стига, односно стенограмот од таа средба стига до Христијан Мицкоски, така почна и приказната за стикчињето, односно за USB-ата. Ај малку да ја претресеме логиката. Можеме ли да претресеме таа? И така и Никола Груевски фатен дека води преговори со власта и тоа му користи на Христијан Мицкоски да влезе во конфликт со Никола Груевски. Не е така, од проста причина што измената на КЗ и сите амнестии што се направија, ја не го видов да дојде на Белкоин Груевски. Значи, ако работел за собствена амнестија, ќе дојдеше до сега, така? Имаме случај на Делчевски ниви кој не постои. Падна Делчевски ниви. Шпански скали. Падна Шпански скали. ЈСП автобуси, моќник на Антонио и така натаму. Гордана Енкуловска надвор. Значи, на сите луѓе на Мицковски им паднаа делата, а белиот кој никаде го нема. А Груевски се пазари. Груевски се пазари. Значи, нема логика. Гледа што се случува, Васко. Тоа ти е теорија на хаос. Они во пласирањето на наративите, секој ден пласираат различни наративи, да човек кој што не е навлезен во ова да размислува активно и да го вложи во својот интелектуален капацитет, човеков ќе нема поема за што се работи. Значи, еден ден се стикчиња, друг ден се белкоин, трет ден е едно, четврт ден е друго, и народот веќе... Добро, работат ли нешто тие луѓе или измислат? Работат на правење на хаос. За себе. Работат за изолирање на суперелитата, што подалеку од народот, во смисол погоре. Што погоре, што поодвоени, што подобро ситуирани, што поголема контрола на парите, на тендерите и така натаму. Народот е помножен со нула. Народот треба само се контролира. Па тоа се на тајните и служби, а и општества, основните постулати за делување. Имаме процедура врз база на некое барање на адвокат. Добро. Кој го поднесо пред Врховен суд. И после? И одеднаш првиот човек на Врховен суд кој вела дека е во блиски релации со имала некоја блиска комуникација со Зоран Заев, колку е точно е тоа. Повлеко. Немаме информации.
ја повлекла таа. И нема иницијатива за тој всушност аболицијата на Георги Иванов. Да. Тоа веќе не постои. Да. Па имате закон за амнестија, врз база на тој закон нели Сашо Мјалков ќе се врати, Никола Груевски ќе се врати, одеднаш СДСМ не го пушта тој закон со европско знаменце во парламентот за да може да го усвои, треба да се усвои со обично мнозинство. Имате конфликт помеѓу заменик министерот за правда, тој Викторија Мадич од редовите на СДСМ и Крена Лога од Алијанса на албанците. Да. Прито тоа не е човек на Армен Таравари, тука е близок човек на Зиедан Села кој е претходен лидер на Алијанса на албанците. Значи нема амнестија и нема расправа за аболицијата на Георги Иванов. И имате КЗК, промена во КЗК, кој всушност им носи бенефити на луѓето кои се сега во Белата палата. Антонио Милошевски. И како тоа на Груја му помага? Структурите на Милена Киевски, структурите блиски на Христијан Мицкоски, сите имаат бенефит од сето тоа, Никола Груевски стикчиња праќа USB. Па за тоа велам, значи само ако се претресе логиката, да се земат фактите што се познати од тие, сигурно има и непознати работи за нас. Логиката е сосема спротивна од она што ни се форсира како наратив дека Груја ќе дојде на бел коњ и не знам што. Ја мислам дека во прашање е договор на елитите, на таа супер елита, како да се заштитат себе. И како да се амнестираат помеѓу себе. Ја тебе не те гонам, ти мене не ме гониш. И го имате оној предлог на Зоран Заев, или оние преговори на Зоран Заев, кај што Зоран Заев вели дека се 4 преговори, 3 преговори признава, една средба не признава. На тие 3 средби е представник на меѓународна заедница, според кажување на Зоран Заев. Нема потврда од страна на меѓународна заедница, нема потврда од страна на Христијан Мицкоски, меѓутоа нема ни демант од страна на Христијан Мицкоски на тие средби со Зоран Заев. Средби кои се случуваат во Скопје. Врз база на тие средби доаѓа до предлогот за заедничка влада на СДСМ и на ВМРО и сведување на ДУИ на процентот кој имат албанците во пописот од 2021 година. На 25%. 25 или 24%, колку се албанци тука во Република Македонија. Заедничка влада на СДСМ и на ВМРО да помане. Таа идеја Зоран Заев ја даа 2021 година. Тодоров, кој само што е вратен од Будимпешта од средба со Никола Груевски ја прифаќа, Христијан Мицкоски одбива, но има средба со Зоран Заев, каде што се договарат за пописот во Република Македонија. Ајде сега да дефинираме. Каде се случува трансферот на Мицкоски од Груевски и Сашо Мелков кај Зоран Заев? Има ли трансфер? Прво, неспорно е дека они се сближени. Заев и Мицкоски. За мене е тоа многу чудно. Оти главниот актер во демонтирање на ВМРО ДПМН до 2016 што беше. Че она силно ВМРО кое што беше столб на државата, кое што имаше прилично добри економски параметри, ја движеше државата во еден добар правец и се противеше на промената на името, но и не дозволуваше дивење на албанците. Значи, во некои мои јавни настапи кажувам дека, например, во Државниот архив немаше дивење, не можеше да не идат на работа. Не можеше за учака да се збори на работа и што ја знам. Се работеше на работните задачи за архивот. Си имаше под зидови огромни плакати, постери на војводите на ВМРО и така натаму. Значи, тоа сега веќе го нема. Целото е демонтирано. Основата на демонтажата е Заев. Прогонот на овие Гордана, Миле и така натаму е на СЈО, кое што е негова продолжена рака, формирано за да му помогне да го истражи наводно криминалот и да ги прогонува луѓето. 3000 луѓе идеа по рочишта, ги влечеа на испитување и така натаму. Сега тој човек ја го доживувам како една изворедно антитеза на ВМРО, или да не речам архетип на непријател на ВМРО да помане. Никола Груевски бега од Македонија, наративот што е дека ќе губиат ако остане. Дека ќе губиат во затвор и дека имал А кој е премиер тогаш? Зоран Заев. Па сега, значи и дека немал праведно разбаза на немање на праведно, дека има дискриминација, тоа има Александар Даштевски, нели, како прв човек на оваа комисија за Даштевски, одредено Писулче врз база на тоа добива азил во Будимпешта, значи има основа кај што Никола Груевски вели ќе му убијат у затвор и дека не сум имал добри или услови за судење во Република Македонија, фер услови за судење во Република Македонија. И сега одеднаш човекот што стои позади целата таа вендета, односно демонтажата на ВМРО ДПМН, сега станува редовен муштерија, односно другарче или не знам како се нарекуваат, пријатели во средби со Христијан Мицкоски и Дафина, нели неговиот експонент Стојановска во собрание.
Таа релативизира и вика не е ни битно дали има средби помеѓу нив двајца. Па може за неа не е битно, за мене е битно. Затоа што мислам дека таа антитеза која што се прави го ослабува ВМРО. Зошто? Во идеолошка смисла. Зошто тога СДСМ, Зоран Заев, длабоката држава, сите овие структури кои ги спомнуваме, би ги ослободувале овие луѓе на Мицкоски и Мицкоски би победил на избори, например. Зошто тие би го правеле тоа? Тогаш Мицкоски ништо нема да го спречи, Мицкоски ќе може да ги згази. Ја не сум убеден дека е така. Не сум убеден дека он има сигурна победа. Значи, она што се форсира, што се зборува е готово, победуваме, крај, доаѓаме на власт. Поентата е друга. Вие, значи, му ги правите тие отстапки ако тој гласа за уставни измени. Да. Јас колку што гледам сега, ниту СДСМ нешто посебно не притиска, а ниту пак ВМРО има намера да гласа за уставни измени, а сите отстапки му се направени на Христијан Мицкоски. Зошто некој би му направил отстапки на Христијан Мицкоски, ако Христијан Мицкоски не гласа за уставни измени, за кој се залага дуи СДСМ и оваа влада? И за кој се залага меѓународна заедница? И тука се обидам да најдам некоја логика, ако меѓународна заедница има дадено налог да го нема Христијан Мицкоски и тоа е нели основа на Никола Груевски да се појави тука во Република Македонија или да се врати или да се амнестира, тога зошто некој би му ги правил тие отстапки на Христијан Мицкоски, тој нема намера да гласа за уставни измени? Единствено што можам да го видам како можна варијанта после изборите е да ги нагураат сите во влада за никој да не биде виновен и да ги изгласаат сите уставните измени. Бидејќи луѓето околу Мицкоски, со кои што имам тет-а-тет разговарано, ми го пласира следно. Значи, не е спорно дека ќе има измени, нема да се спротивставиме, не ни е ни проблем ни бугарите да се во уставот. Проблемот е да биде после изборите, они мислат дека ќе формираат влада, ќе се изгласаат веднаш уставните измени и ќе имаат доволно период да го покријат со пропаганда разочарувањето на членството на ВМРО ДПМН. Тоа е нивната позиција. Петуски, на кој му пречи Никола Груевски? Ако прифатиме дека има преговори со Никола Груевски. На сите нив. Ако прифатиме дека има преговори со Никола Груевски, дека тие ги водат, како вели Димитар Ковачевски, тој не учествувал во преговори со Никола Груевски. Ја мислам дека Димитар Ковачевски СДСМ не учествувале во преговори со. Тоа е таа поделба у СДСМ што е. Мислам дека тие не учествувале во некои преговори, дека тој процес го водат Али Ахмети, можеби, не знам, Артан Груби, луѓе на Стео Пендаровски, бидејќи тие и даваат 6 или 7 интервјуи на таа тема. Димитар Ковачевски никош не даде интервју на таа тема. Главно интервју дава Али Ахмети, дава Стео Пендаровски. Значи, дека тие го водат целиот тој процес на уставни измени каде што бил вклучен Никола Груевски или луѓе под контрола на Стео Пендаровски и на Али Ахмети. Ја лично мислам дека доколку Груевски реши да формира листи, не мора ни да се врати, пошто сега и не може да се врати. Иако причата е на Белкоин ќе доаѓа, готово е со неговите овие. Нема враќање на Никола Груевски. Да. Значи, ја мислам, ако он одлучи да формира листи, дека 20 пратеници ќе има, согласно бројките што сум ги гледал на истражувањето. Тоа значи нема влада ни Таче ни Мицко. Немањето влада, според нивните математики, може да доведе до криза во парламентот. Ако дојде до таква криза, ќе влеземе во бугарското сценарио, нема да има стабилна влада. И лично мислам дека после тоа на наредните избори, вторите парламентарни од сега, еве нека остане запис, Левица и Груе ќе можат да формираат влада. Тоа е менување на системот. Да. Или купување време, нешто што е потребно. Или купување време да се појави нова политичка структура. Значи политичка структура која е излезена, гледате, црногорскиот модел е исти. Бугарскиот модел е исти. И Србија иде на така. Направена е одредена влада. Да. Овој Спајич и Милатовиќ се министри во таа влада на Кривокапич. Кривокапич ја промашува целата работа. Дритана Базовиќ е преодно решение од 2 или 2,5 години кои ги спроведу сите тие процеси, Милатовиќ доаѓа на станал председател на место на Мило Џукановиќ, Спајичеве формираше влада. Па има Бугарија кај што Кирил Петков и Јасен Василев се министер за финансии, министер за нешто. Логично ли ова што во технички влади во Бугарија? Влегуваат во конфликт го паразот Бојко Борисов, на терен е Бојко Борисов да биде дел на таа власт, иако не му се допаѓа, за да може да се спасе да не оди на топал оброк 3 пати на ден. Значи, го имаме моделот во Бугарија, го имаме моделот
во Црна Гора, ќе го имаме најверојатно во Србија, кај што прво може да го изгубат Белград, па подоцна се направи И ќе биде континуирана имаме модел во Република Македонија. Значи суштината, она што ја мислам е, пак е направам ограда. Пак е направам ограда. Дека преговорите Заев и Мицковски се да биде струшен овој модел на меѓународна заедница и дека тој олигархиски модел на преговори да се одржи моделот на бесконечна корупција. Сам да кажете дека всушност Заев и Мицковски преговорите се олигархиски модел, да. А обидот за вклучување на Никола Груевски, значи рушење на тој договор на Заев, да. Бидејќи Никола Груевски, луѓето Никола Груевски велат, знаете, тие го обвинуваат Мицковски дека преговара со Заев, а не со меѓународна заедница. Тоа се обвинувањата од страна на Груевски, луѓето на Никола. Во оние писање на Никола Груевски, тој го обвинува Мицковски дека имал тајни преговори со Зоран Заев. Не го обвинува дека има тајни преговори со меѓународна заедница, го обвинува дека има тајни преговори со Зоран Заев. Ако се читат правилно пораките се тие. И, значи, пак ја дадам ограда, нити поддржувам левица, нити сум левичар, нити имам контакт со Груевски. Јас само ги гледам работите. Ако они одлучат да го капитализираат со гласови и двајцата, левица да, одлучена. Ако он одлучи да направи листи, они може да бидат зародишот на расчистувањето со стариот модел, не мора да биде ни физички присутен, а тоа според мене мислам дека му е патриотска обврска, затоа што нели декларира дека ја сака Македонија, се бореше за Македонија и така натаму. Значи да го срушат стариот модел и изборниот модел и моделот на политичките партии за Македонија да добие поинакво уредување за ако сака да иде во Европска унија како нели без багаж. Ајде до ситни цревца да го анализираме. Зашто да не? Моделот. 2021 година Зоран Заев ги губи локалните избори. Ги губи локалните избори, ние тоа сме веќе земја членка на НАТО. Тоа е прв пат премиер да замени кој бил на чело на влада на држава која е членка на НАТО. Значи Зоран Заев е рушен од внатре во СДСМ и рушен од меѓународна заедница. И е фатен во нешто, а ние не знаеме во што. Димитар Ковачевски кој треба или кој е доживуван како пиун на Зоран Заев, може да падне од власт ако не го демонтира моделот на заробената држава и моделот на Зоран Заев. Зоран Заев влегува во преговори со Христијан Мицковски бидејќи губи контролата во СДСМ и влегува во преговори со Мицковски под патронат на олигархијата. Да. А Никола Груевски всушност треба да овозможи, ако Ковачевски не се заврши својата работа, ја демонтира олигархијата, го демонтира СДСМ на Зоран Заев, да послужи Никола Груевски да биде демонтира Мицковски кој е главен оперативец сушност на моделот на Заев и моделот на олигархијата, тоа така го разбира. И тоа така е. Ова е демистификација на работите кои што верувам на голем дел од јавноста не и се познати. И добро е што се разговара, сега ќе има дебати на оваа тема, веројатно ќе бидеме и напаѓани, саке не растурат. Не може да не. Ама не може, Филип, гледате. Значи, мене ме плюкаат како човек на... Не знам дали гледате. Да. Значи, не знам дали гледате. Усменатите 3 месеци. Кај да седнам да пијам кафе, ме фотографираат, ме објавуваат по Твитер, ме пишуваат. Ама стравот лозија чува. Ама знаете, и што мислат дека со фотографирање дека нешто ќе направат? Пред прошлите избори не обвинува дека тие две емисии што ги имавме допринеле да немаат пратеници. Дека 4 пратеници. И сега дуваат на ладно. Од кај знаат дека пред избори ајти нема да направиме уште 2-3 емисии. Ќе ги демистифицираме уште у поголем детал работи. И сега они дуваат на ладно. Односно, стравот лозието го чува, напаѓаат за... Значи имаме коалиција на олигархија, на Зоран Заев и на Христијан Мицковски. Ја мислам дека е тоа така. Да. Тоа е олигархија. Тоа се гледа и по хидроцентралите, дали оние фирми од Прилеп што се влезени, што помагаат, што даваат месечно паушали. Така е. Нели? Странците... Тие на мене и на тебе не се познати тие работи. Странците го држат, па макар и врзан за столб, Димитар Ковачевски. Тој ќе одлета. Што нека надувам балон. Со задача да го демонтира моделот и другите, на Зоран Заев во СДСМ. Ти гледа, они се толку да ги нема странците. Значи, ја мислам дека Таче нема 3 сата да биде премиер. Апсолутно, ќе биде сменет. Не знае кај се наоѓа. Ќе биде сменет. Човеков не знае кај се наоѓа. Во позадината овие луѓе што ги спомнуваме, нели, олигархијата Заев и Мицко, тие се во однос на Таче прилично поспремни за комбинации, комбинаторики. Ова е модел на странци. Значи, не може да биде модел кој е направен без странци. Ова не може македонец да го смисли. Гледате, тие во исто време ги ослободуваат сите луѓе на Мицковски. Дури може Мицковски да не бара.
може Мицкоски да нема. Гледате, сите луѓе, како Мицкоски ќе излезе со одредена теза дека се договара власта и странците со Груевски, те ослободат луѓе на Мицкоски. Дури намерно може да му го прават тоа, бидејќи на тој начин всушност сите карти или сите дути на Мицкоски со кои ќе напаѓа, му ги зимат од раце. И одеднаш стравот од Никола Груевски станува доминантен. Претходно беше напаѓање на Даниела Арсовска, таа е продолжената рака на Никола Груевски. Никола Груевски не инсталираше, неспособна, не знае да функционира, не знае да прави. А што направи она? Не знае. Ги тргна од вода од луѓето кои што има милионски договори за адвокатски услуги. Прави најдобри улици во Скопје, тоа никој не го ни забележува. Во комунална хигиена расчисти со албански мафијашки структури кои што ја пресметов, а никој од државните структури не излезе да даде конечна бројка. Украдени се од Скопје меѓу 15 и 20 милиона евра за семејства кои што земале плата, а дел од нив се и во Швајцарија и во Германија. Значи, само ги земеме тие елементи, жената го оправда тоа што е изберена. Одеднаш е наречен текст во Дагау портал, кај што Зоран Заев им рекол на Миле Зечевиќ, кој е петок и сабота, па гледате Зоран Заев и Миле Зечевиќ се сликаат, се фотографираат струмица, присни односи, комуникација помеѓу нив. Всушност Миле Зечевиќ сега спроведува цела политика на Зоран Заев, дали во дел на електростопанство, дали во дел на ТЕЦ Неготино, било каде, значи кадровска политика, ова што ставија на аеродроми. Директорот во Рачиново што беше тоа значи кадровско решение на Зоран Заев, кога спредува Миле. Добро знаеш дека во Рачиново рекоа школа за пилоти. За пилоти ќе биде, значи школата за пилоти сега е одреден Дагау портал кој вели Зоран Заев им рекол на Димитар Ковачевски на Миле Зечевиќ, внимавајте, ве следам, ве правам и ќе излезам пред членството на СДСМ и се ќе кажам. Дете, Зоран Заев кој е начело, зошто ќе излегол, бидејќи тие ќе го амнестирале и ќе го врателе Никола Груевски. Значи дозволено е во оваа држава да сте начело на влада која ќе дозволи да избега Никола Груевски, али не е дозволено да се врати. Да сте начело на влада која ќе треба да се врати. Гледате која е замена на тези. Одеднаш Зоран во тој текст Зоран Заев не е селјачот од Муртино, не е Течен из Ногавици, не е Муртинец, не е Нобеловецот од Муртино, туку е човекот кој гледате ја баштини шарената револуција. Таква една замена на тези е направена и сите олигархиски структури, медиуми, бркање на албанците не земаат државата и така натаму, се ставени во една функција. Што може да се случи? Гледате, и Сашо Мјалков, мислам дека е изневерен, тој очекуваше ослободување на Врховен суд, бидејќи најмногу засегнате Сашо Мјалков од тоа што се случува на Врховниот суд, вие имавте еден мериот конгрес или мериот коалиција која требаше да направи одреден конгрес. Што де факто се случува, вие сте биле внатре, може да тие работи да ни кажете? Значи, сме го збореле тоа, кога ме викна Сашо, ајде го менјаме Мицко, бидејќи не ме викна зашто сум ја Филип Петровски, него ме викна затоа што бев делегат од Конгрес. Некој барал од Сашо да го смени Мицко? Не знам дали некој барал, меѓутоа беше правена подготовка да се повика Конгрес. Информациите се дека на Сашо му е 2020-2021 година речено. Тоа е 20-та. 20-та завршат изборите и 2021 година доаѓа до таа иницијатива за мериот конгрес, мериот коалиција. Тоа е после предвремените, кога ги изгуби Мицко, кој тужи дека не оформил влада. Помеѓу предвремените, односно изборите на 15 юли 2020 година и локалните избори 2021 година. Мене ми е дилемата зошто целата таа структура, вклучително и Груевски, вклучително и Сашо Мјалков, не му одмога на Мицкоски, бидејќи како Мицкоски ги изгубеше локалните избори 2021 година, Мицкоски ќе беше минато во МРДПМН. Значи во тој временски период и Груевски и Сашо Мјалков се уште работат за Христијан Мицкоски. Ивица Коневски не излага со листа за град Скопје, иако има одреди. Стефчо Јакимовски не излага, победува Даниела Арсовска. Ако не победеше Даниела Арсовска, Мицкоски немаше да остане. Тогаш и Сашо Мјалков и Никола Груевски се уште се за Христијан Мицкоски. Не е така. Интерегнумот што е од средината на 20-та парламентарните до локалните 21 на крајот, скоро година и пол, тука се направени разговори да има, бидејќи ги изгуби изборите Мицкоски, да се направи нов конгрес. Се собираат делегати. Јас сум бил на средбина кој што имало по 50-60 делегати. Мислам дека требаше неде околу 230 делегати, као мнозинство, да се свика конгресот и да се смени. Податоците што ми кажуваат упатени луѓе кои што ги гледале списоците, бидејќи ја не ги знам списоците, бе прв што се потпише. Саша ме викна, извади еден бланков со бројчиња и ја му викам,
Ти го постави, сигурен ли си дека ќе го менјаме? Да, викам, јас сакам да се свика конгрес, да се дебатира за правците на ВМРО. Еве ви подпис. После тоа како собирале? И кај завршиле, не знам, мислам дека му се запленети списоците кога го приведоа. Сега, што е битно да се знае? Кога се тврди дека се соберени мнозинство делегати и ќе се свика предвремен конгрес, Сашо го апсат. Да, но луѓе на Сашо. Вклучително и синот на Сашо. Ама тоа е после. 7-8 месеци после. 7 месеци. Тоа не му кајат. Одат и преговарат, преговарат со портали, финансират со портали, дават пари за Христијан Мицкоски. Да се инкорпорират некако. Затоа што они сваќаат, веројатно сватили од тоа време, бидејќи тоа Заев го прави, го апсат овој и он Сашо паѓа скроз 10 плюс години бидејќи дека не го менува Христијан. А Сашо не го менува Христијан Мицкоски бидејќи Зоран Заев застанува. Го спасува Заев. Заев го спасува Христијан Мицкоски. Што ние го одржавме конгресот. И гарантирам дека немаше да биде на конгресот изберен он. Сега веќе работите. Не знам кој ќе беше. Сега веќе само слеп човек не ги гледа работите. Има многу што нема да сака да ги чујат овие работи што ќе лукаат, ќе пцујат, ама работите се веќе јасни. Нема, јасно е. Мислам, има средба на албански политички партии кои се делна коалиција со ДУИ, со високи функционери на ДУИ, тоа е не дека пред 2 недели, каде што висок функционер на ДУИ вели Никола Груевски нема 7 или 8, има 14 пратеници кои сега во овој состав. 20 има, според моите пресметки. Не ако има избори, туку во сегашниот состав кој може да ги извади да гласат за уставни измени. И дека ако се один одредена бројка... А он е против? Груевски сега е против уставни. Он е против уставни измени. Тоа го напише на Facebook. Да, он е против. Им кажа на пратениците да гласат против. Кога Груевски тоа го кажа, тогаш јас бев сигурен дека планот ако има план А, ке Стео Пендаровски, враќање на Груевски, гласање за уставни измени, стикчиња, флешерчиња, USB-ња и така. Дека ако имало таков план, дека тој план ќе биде расторен. Тој план, ако постоел, е сега расторен, бидејќи Груевски рече нема гласање за уставни измени во Република Македонија. И сега има 20 пратеници нареден. И излегува Никола Тодоров на телевизијата на Али Ахмети и вели СДС не сака да гласа за уставни измени. А ќе обвинат ВМРО и Христијан Мицкоски дека се антизападна, анти-ЕУ и НАТО партија и дека врз база на таа платформа ќе направат коалицијата на председателски на парламентарни избори. И ако ги одвојат изборите, ќе имаат лакмус, точно ќе знаат кој е излегол, ќе може да пребројат, ќе може да се фокусираат кај имаат проблем, ако треба да фиксираат, да навртат, да нашрафат, да платат и така натаму. Така што тој оптимизам што го имаат у Белата палата, мене не ми е јасно на што се базира. Работата воопшто не им е добра. Зошто Мицкоски влезе во конфликт со Никола? Мицкоски секога се плашел од Никола Груевски. Зошто Мицкоски влезе во конфликт со Никола Груевски? Некој му гарантирал, односно му направил наратив или му снимил приказна дека е појак од Груевски. Мицкоски го отвори конфликтот, знаете? Да. Знам. Не го отвори Груевски. Тоа е моментот кога он се осеќа дека може да тргне, дека е посилен. Не сум сигурен дека е така, бидејќи кој би можел? Јас сум ја осетил силината на Груева врз собствен грб. Кој би можел да го натера Мицкоски да влезе во конфликт со Никола? Само истите луѓе што ги збориме цело време. Нели? Олигархија, Заев, ти ќе бидеш, тебе ти следи, природно ти е наредното право да бидеш премиер. Он е болен да биде премиер. Значи, ја не сум видел толку нескриена амбиција, не за да ја водиш државата, туку да бидеш премиер. Па нели беше на оние плакати шпицен кандидат. Значи не се става ни на листа. Шпицен премиер. Да. Кој ќе води? Страшно е. Кој ќе води листите на Никола Груевски, вие? Ја нема да бидам на никаква листа, нити планирам, нити ме интересира. Немам идеја. Немам идеја. Даниела Арсовска? Немам идеја. Васко Наумовски го спомнува како човек кој е во наводници темпо на Никола Груевски тука, темпо, нели вие 30 години. Вице-премиер нели му беше? Да, му беше вице-премиер, па амбасадор. И амбасадор во Вашингтон. Беше Вашингтон амбасадор, дека треба да биде темпо на Никола Груевски во Република Македонија. Не знам, значи не знам каков состав, не знам кои луѓе, анкетите ги видов, според анкетите е далеку попопуларен од Мицковски. И според анкетите кои што ги објавија и они Фокус ја објави и така натаму,
преведено по Доонтов модел, израчунато во математичка формула, значи со компјутер израчунато, не сум рачунал плюс минус како ми одговара, он има 20 до 22 пратеници, ако објави листи. Ако дојде, им земе и повеќе, само веројатно ќе го стават тој Дризо, Оливер и компанија. Како да тако Бранко Црнковски отиде на Јас сум на негово место. Еве, се надам ќе гледа емисијата. Ја би дошол. Ја би се вратил, нека ме затворат. И од затвор ќе ги поведам со листи. Петровски, ај за крај да кажеме една теза. Ајде. Во затвор беше Фатос Нано, Да. и излезе и стана албански премиер. Во затвор беше Јанес Јанша, Излезе и стана излезе премиер. и стана премиер. Ако се врати и ако го затворат, ти гарантирам дека ќе биде прв во историја на Македонија што ќе стане пак премиер и од затвор ќе стане. Тајкуни во Србија кои биле во затвор, Мишковиќ излегле и денес владеат со Србија од позадина како клучни бизнисмени, олигарси. Јас се сомневам дека или ова тајкуни. он го знае. Он не е глуп човек, он не е неопитен човек. Ја и он имаме карактерно разлики, меѓутоа он ако е Груевски многу... ако Груевски се врати во Македонија и влезе во затвор, за 3 до 5 години ќе биде премиер. И побрзо. Он затвор ќе победи. Че онако дојде во Македонија, утре да се појави. И да го затворат. Мора да плати. Неговите листи ќе имаат 40 пратеника, не 20. Мора да платиш. Мора да те видат да се каеш, луѓето. Да те видат паднат, за да може да ти вреднуват. Така функционира. Мора да не поплюкаат за по една година да ја цитират емисијата. Мојата тужба. Значи ме тужат пред суд за изјави. Ма истиот кој ја поднесува тужбата, ме поднесува и тужбата и мене дека во некоја анализа политичка, иако ми бил адвокат тогаш, јас сум кажал нешто и ми поднесе. А дали бил Назаев? Бил и Назаев. Дали бил Назаев близок? Дали бил негов адвокат? Бил Назаев во клучните процеси на Зоран Заев. Како така случајно? Како беше? Како Назаев адвокатот ме тужи у име на Мицковски мене во 2020. И мене ме тужи и мене, иако ми е адвокат кај што јас му плаќам. Тоа е само показател дека се ова правите емисии кои што треба да ги чуе секој од другата страна на екранот. 1 сат и 45 минути. Фала многу, Филип Петровски. У секој време. Како рековме, кога ќе направиме 10-то, ќе се пензионираме, а мислам дека брзо ќе биде 10-то, ајде нека биде 20-то. Ајде нека биде 20-то, се купиме. Пред избори мораме две. Да го промениме текот на изборите. Фала многу среќа и се гледаме во следна прилика. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Филип Петровски, 8 интервју, повеќе од 1 милион прегледи, се надам дека со ова интервју ќе одеме 1 милион и 100 прегледи или 1 милион и 150 илјади прегледи, интервју кој кажуваме се. Всушност, ако вие гледате меѓу редови или читате меѓу редови, ние кажавме и што се случува, и што ќе се случи, и што може да биде политичка разврска или излез од актуелната политичка криза. На крајот на кришата му кажавме Никола Груевски кој е рецептот да се врати во Република Македонија, да ослужи казна и можеби да биде еден македонски премиер, да го повтори сценариото на Јанес Јанша, на Фатос Нано или некои слични сценарија тука на Балканскиот полуостров или надвор од Балканскиот полуостров. Ова беше емисијата во Центар, ново дружење за сите кои сте мембари, мембарси, вторник 22 часот и 30 минути, за вас кои не сте мембари, мембарси, ново интервју недела 22 часот, до вторник и до недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.